Што е челичната паница? Ке Целта постигнеш? е да имаш појака рака 4 до 5 пати појака од обична рака, како се вежба. Многу е тешко. Имаш течност, ја дава мајсторот. Мислам, не е течност, не ти дава билки, која за 2 минути или минута ги лечи хематомите и отокот. Тоа е тежење загреано. Добро. И имаш перница пред тебе и уште 2 вреќи наполнети или со камења или со песок. Ти удираш, ја коваш руката, како да ја коваш. Ти удираш сат време, преку 1000 ударци удираш. У тој сат време имаш 2 паузи. Удираш, утечност раката, после 20 минути. Удираш, утечност раката, за да тебе те лечи. Тоа ти е за секунда ги нема отоците. Са мном се бали у 5, удирам за да стигнам на работа у 7. Мора да го изудирам секој ден, нема прекин. Тоа трае со денови, 100 дена е минимум, ја преку 2-3 години го вежбам. Само е стварно јака раката. Здраво и добро дојдовте на уште една епизода на Байкерот и Кросфитерот подкаст во партнерство со fitguru.mk. Сервисот кој што ви нуди, ви доставува здрави оброци секој ден на врата, за вие да нема мислите, него какви палачинки ти стигна денес? Стигна, Леле, пример, амерички протеински палачинки без со шеќер. малце поразлична смеса беа. Не знам Уште какви беа, поздрави. мислам дека ги вдишав. Ако сте заинтересирани, на нивниот сајт fitguru.mk има најразни понуди. Тоа е еден голем чекор кон подобар начин на живење за вие кои што ќе се одлучите. Ако се одлучите, кодот BNC10 ќе го има негде горе. Искористете го, си добиете 10% попуст со тоа. Голема благодарност и до другите наши спонзори, пријатели, Best Way Solutions, CrossFit Skopje и секако до вас, драги слушатели и гледачи. Фала ви што не гледате, што не следите, што пишувате коментари. Ние продолжуваме да се снимаме. И од денес. Ајде, кажи. Од денес, Merch coming soon. Толку. coming soon, ова е логото на подкастот. Ја се чудам колку е добро изведено. Блузончево е одлично, не е истото од минатиот Не, пат. малце Минатиот подобро. пат едно друго бело носев и ова е исто убаво. Како и да е, тоа е тоа како за Информации вовет. наскоро. Информации наскоро ќе го нудиме и ова валја како мерч. Жаре, мене многу ми е мерак што гостин си ни донел денес, кажувај. Овој млад господин, Овој млад што малце помладо изгледа од мене, кој што на личи кога сме 61. се договориле како се Да. облечеме. Да, Ѓоре Костовски, здраво Ѓоре. здраво како на си? сите. Здраво и Тука сме денес за ликот и делото на Ѓоре Костовски, како кунг-фу, како у 1970-80, кога и да се деси, како у Македонија нула интернет, телевизии, ништо нема, значи медиумски нули, доаѓаш ти до оваа идеја преку Брус Ли или преку како и... Како го најде тргна кунг-фу? работите преку филмовите. Претходно се занимавав со бокс, тоа ми е првото што го Аха. вежбав, не да почнав на 9 своји години, вежбав дока 11 години. Добро. И добро боксував, проверено беше и на улица со другарите и така. После тоа дојде една група во основното училиште кај што учев карате. Се запознав и со тоа, но не ми остави некој впечаток поголем така за да заглавам во тоа. Потоа почна после смртта на Брусли почна филмовите по често да доаѓаат на нашите простори да ги дават по кината и ние како Немаше деца предходно, мислам, кога беа актуелни или? па не толку ја бев многу мал за да идам само Аха. кино на 9 или 10 години, но мислам дека почна 71 73 мислам почна да се даваат и многу тешко се доаѓаше и до карти. Се сеќам на филмот Змајвам Јајрон гнездо Фист, кога го ето. гледав, тој беше у кино Кисела вода, денеска е тоа нешто друго. И после филмот се знае тепање, надвор, пробување, смешки и така. Кој запамтил? И почнав не почесто да гледам. Потоа се сретнав со еден мој другар што учевме заедно
и ми каже вежбам нешто. Аха. Живе. Да, Извини, не, добро е. извини. И вика вежбам нешто интересно, дојде више и он заедно вежа на претходно карате. И ми покаже на книга од Славко Трунтич за кунг-фу. Ја ја видов книгата, тоа беше баш за Винг Чун стилот. Школата беше у Загреб, он не продолжи да вежба другар ми. Јас се заграв баѓе и почнав да патувам. А пред тоа како почнувате? Он идел Па, таму во Загреб? Од книгата тренирал? учевме, Аха, не, аха. од книгата си учевме, знаеш така, од книгата па ќе пробаме нешто чизмеше со карате, од некој филм со Джеки Чен ќе гледаш, па го имитираш, па салта она, па нешто така, ќе почне тоа било што да ти кажам, циркус. И ама сум имал среќа што со многу сум го сакал тоа. Ќе кажам една друга приказна каде што мојот учител после кога станав директен ученик на Вилјам Чонг, он збореше на други луѓе дека јас сум се родил за тоа. И затоа ми било толку лесно да ги сваќам работите. А ќе видите наредното говорење како дошло све до тоа. Јас сите работи што ги гледав, да речем и од филм, толку ги истренирав што беа до максимум истренирани. Слушнав дека Брус Ли тренирал 4 сати, на Сабале 4 поручек. Ја тоа го правев. Дали било вистина или не. Ја не знаев дали е вистина, ама ја по 8 сати на ден вежбав. Во ова време без тренер? Без тренер, све Онака сам, гледаш све од- сам. што Гледам и пробуваш, тој удар го гледаш од пробувам. филмот и- Да, и тој удар Еден го удар. пробувам, да. Мислам колку ќе запамтиш, идам неколку пати го гледам филмот, не еднаш. И за Бруси беше Насамо. многу тешко што имаше тапкароши у тоа време и мораш да ја платиш карта повеќе, не можеш да дојдеш да го гледаш. Дојдеш, не е баш Брус Ли некад не бил учител никад, така? имал школа. Имал школа? Имал школа, да. Он како За- умира тоа со филмот вистина е со пиштолот или нешто другаче? Па не е тоа баш он погрешна таблета у погрешно време, многу вежбал, тоа е тие 4 сата Сабали 4 Аха. навече тоа го уништило, затоа што кога вежбаш многу, Добро. иако е претерано, знаеме дека човекот се троши исто како моли, како го оштиш моливот, така и тој се троши. И он толку многу вежбал што повеќе крв му идело големите мускули него во главата кај што треба да прима повише кислород и дошло до отекување на мозокот и една врста на епилепсија. Он имал големи главоболки. Како удар. Значи, он имал проблем што се чудел како не можел да го да биде како Јипман, како Вилјам Чеонг, сваќаш што тие биле подобри од него у оваа работа. Така, така. А И они се негови учители. па на некој начин и Вилјам Чеонг му е учител зашто они биле другари од 9 години. Он кога го запознал Брус Ли го запознал на 9 години. Му бил народен неговиот вујко го однел таму. И ми кажуваше дека вака интимни разговори кај што сме имале, не сам интимни, па ја, мислам меѓу себе вака насамо, кажуваше дека татко бил наркоман. На Брус Ли? Познат глумец, ама пиел опиум. И имале две врати, една ако дојде полиција да бега на другата. Хонг-Конг бил хаос у тоа време. И вика бев кај него народен, он беше у женско облечен. Носел менџушка како ние што носат нашиве луѓе кога машките деца не траат. Исто и така. И на кога полнал 10 години, тогаш веќе станал маж. Му го дале машкото име, иначе го носел женското име на малиот змај. Усвари тоа му е Јон Фан. Се вика иначе правото име Јон Фан му е. Добро, и ти идеш со другаров терате и Да, тераме така, но тој потоа сваќам дека он не ми се свиеше како ги размислуваше работи, а сега да биде тоа кој што треба. со печат, запечатено да се знае каде. Гледам од каде иде знаењето преку таа книга, он што ја имаше и исконтактирувам со Славко Трутич, Бог да го прости, тој се веќе почина, Аха. на 80 и нешто години почина. Мислам дека ланска година се случи да. Он беше изузетно добар учител на овие простори, мислам, у Европа. Мислам, еден од најдобрите. И во тој период се јавија многу учители од Кина кои сакаа да заработат на брзина пари, кои не беа баш прави мајстори. Али Стил од тоа ние Кина не доаѓаме, можеме да го дознаеме, а после дознав такви чудни работи, например на списанието и секол главата залепил друга слика, се сликал до Јипман, дека он е наследникот, учел позади затворени врати, тоа најчесто го кажува, демек посебно избран ученик и тоа мене беше чудно кој ќе кажат неколку души позади, викам колку врати овој имал затворени, зајаш или отворен. И така почна све така, негде околу 17 години имав кога секој ден на железничка. Мислам дека патував и од старата едно време ја пати. Леле. И идев, тргав негде, мислам навечер, тргав таму, стигав. Ти тргаш со автобус Не, од Скопје за Загреб? не, воз.
И Воз. стигам у Загреб у 4 сабајле. Добро. Од 4 сабајле 7 на железничка до Тој 9. трунтиче од Загреб, Хрвата човек. Да, Хрват. Добро, и? И 7 на железничка станица и чекам да дојде време за тоа. За јадење ако имаш добро, ако не здравје, тоа време кој ти дава пари си Ти 20 така долари. клод сам си. Да, тргаш, да, и тргам идам и- кај овој трунтич. И идам и почнувам више на тие семинари. Он секоја сабота си имаше семинар. Дали имало полагање, цела Југославија таму идевме. Од Југославија Сите љубители на кунг-фу. На Винчун. Имаше по 100, по 200 луѓе. И идеш таму и толку си загрено тоа, не ти си иде ни дома. Тие, да речеме, од 9 ако си почнал, дока 4 сат беше возот за назад. И дока 3 сат ти вежбаш да собереш што поише техники. И после, од кој ќе се вратиш дома вечерта, наредниот ден, до тој месец ти мораш да работиш техники. многу добро тие техники. И сега ја немам спаринг партнер. Ама имав еден другар, он беше голман. Ама добар голман. Стој тука да вежбам. И викам, си сега ќе ме напаѓаш, ајде нападни вака улични тие работи, кроше, аперкат, директи. И А ти на тоа користиш си техники, Јас бе. само си вежбам на тоа и плюс формите. И така почна све. И тоа траеше неде до 82 83 до. Колку време? Не, усвари не, до 81 пардон. 82 више у војска заминав. И колку време идеш вака? И после веќе 80 години имав и клуб, имав и мајсторско звање. Чекај, сакаш да кажеш со години тераш Па, воз? се- секој- Колку години секој идеш месец- Скопје Загреб? Па секој месец идам од кај да речеме, сега ќе ти кажам на мои 17 години, 78 можда да речеме до 81 веќе имам и клуб и после војска па сум идел, кога сум завршил војската и после тоа идев таму. Зашто тој ми беше учител. 17 години. Значи тоа учење на свој 18 години отворив клуб у Коле Неделковски. 200 души имаше на терен. Што збориш? И ама у тој период тебе ти е срав да земеш пари за чланарина, пошто си викаш ќе те казат нешто криминално. Тој све беше волонтерски, сваѓаш. Да сум зимал пари за чланарина, ќе Чекај, било а се зашто? полесно. Немаше тоа, беше време на комунизмот, кај тоа О, било нема бесплатна приватњаци, сала, нема приватњаци. бесплатно ова и све волонтерско, сваѓаш. Да бе, 80-тите тоа. Абе не можеш ти приватни- слика да видиш од Бруси, не можеш кој чита книга, два чекаш, трчаш да ја купиш. 8 слики Да. и тие си. И тие си од тоа нешто, ако прокужиш добро, е, ако не терај. И заврши таму, каратистите има многу против нас, пошто не гледа како конкуренција и некој зборал таму овие се облекуваат од црно се па некоја секта се и ни збрка Не. од колене неговски. И ја заминав таа година во војска, добри 2 години, да речеме, се потроши на тоа година и 16 месеци или колку се служеше 18. Да, поиш. И изгорав така, војска беше тешко, не ти даваат да вежбаш, па сум морал да станувам ноќе, кој ќе заспиат сите, да идам малку у веце да повежбам и така. Ево, тоа Не, станав жомба вежба па. после. Не дава, стварно не дава. Што куфу не може. Место да ти даде да ја тренираш цела војска, он не ти Така дава. рано не ме буда таму не, Пецавајле. не буда, ти цело си време си со врски, ама тоа ти е тоа. И сега така стигнавме до тој момент кога ја веќе почнуваат информациите да стигат. Малце имаше книги, тука имаше една култура, мислам дека се викаше на Еристична палата на Чошот, имаше само таа продаваше така и од страна книги. И сите тие книги беа на српски, затоа нас кој ќе кажем у кино или у биоскоп кој си на српски го кажеш, Да, немаше да. превод, сваѓаш, узмајмом гнездо, сваѓаш. Или тупаницата на змајот или ово она, сваѓаш. И мене ме одушевуваат, знаеш, они сакаат, ја сега сваѓам дека кога скокале многу овие по филмовите, нели скока 2 метра, 3 лета, сваѓаш, тоа ме возбудувало кога сум бил мал. И дури техники што ми доаѓале како скрипти што сум ги добил од неј, дека сум ги пробувал да ги вежбам и некој пат успеал. Ја затоа ти кажам, кога доаѓав кај тебе на тренинг, ја на своји 20 години на оваа висина сум скокал од место. А знаеш што сум правил? 10 кила тука, 10 кила тука и почнував дома баш имав еден зид, така беше кај куќата, почнуваше од 70 сантима. Ама таму беше 1,30 м, и полека тука па стигнав до таму. Ама сватив последнот кога го научив многу дека тоа нема врска со кунфуто. Добро е како Изгледа јако од страна. не изгледа, ама ти чим се дигнеш у воздух, више си ранлив. Еден да те пипне Да, со бе, немаш прсо, вака простор ти за ќе маневра. паднеш, тоа е за друга работа. И акробациите што ги прават таму не се борбени системи, затоа боксот е сега многу популарен затоа што технологијата на изучување на боксот поприми многу. Например, Майк Тајсон исто ми е кунфу брат, зашто он вежбал кај мојот учител, мој и него учител. Да бе, И стварно. ние сме знаеш, сите Што сме збориш, врзани, како? знаеш.
Која е конекцијава? Вилијам Чен. Па он го нели снимаше со Со Јипман тројката. Со Дениен, тројката снимаше таму. За И ја Јипман има филмови имам 3. слики, само сега не сме спремни, има IP има, да, тоа знам Јипман, за да. филмот, И у тај тројката да. се тепа со Майк Тајсон. Не сум знал, Да, не Майк знам дали... Тајсон глуми. и Майк Тајсон, Дениен му го крши прстот на тоа снимање, сваќаш. Вистински? Па да. И Майк Ле. Тајсон, системот на Майк Тајсон се вика Пикабу, тој е направен како да е многу Знам дека сличен тренирал Вин Чун кон... Он тренира, ама кај мојот мајстор тренира 94-та и го така. припрема и ми кажа дека ќе изгуби затоа што многу му е лош животот, лошо живот. Ствари, лошо живот. се подкастот него сте го гледале таму како мислам ова што му е. Како не бе животната приказна? Да, приказна. Таму многу го уништи глумицата таа што му е. Што Бред Ги Пит зема што му избега. Бред Пит вика беше тогаш ништо, а сега он нешто, она е ништо вика. Леле. И така да И после идеш ти Загреб, Скопје. Па да, Скопје. и после кога дознав дека тој систем не е вистинскиот систем Винчу, зашто како дека они живееле позади ѕидови, знаете како е Кина, секоја фамилија има ѕид за да не се навлезе во знаењето на таа фамилија и стиловите се фамилиарни, на пример Сифу значи татко. Значи јас сум како татко, ја морам да го учам својот ученик правилно, да не го заведувам, да не го искористувам и како што ме пренесуваат мене така да пренесувам у детали да биде се искрено према ученикот и ученикот треба да биде искрен према учител за да може да исцрпи све. Ја негде 87 година веќе се слушаат гласини дека вистински наследник на оригиналот е Вилијам Чеонг, дека е баш е он учен и прибран кај Јипман како посвоено дете, пошто мојот учител се 13 деца се, од 5 мајки. Татко му е корумпиран полицаец у Хонг Конг. Аха. И он е Чеонг Хин Конг, значи една од фамилиите од која е создаден Хонг Конг. Значи Хонг Конг. И има историја многу, ја кога бев на само таму со него, доста работи ми раскажуваше за тие моменти од животот таму, како живеле. Они уствари кога дошла комунистичката партија у Кина да владе, Мао Цетунг и остала банда, они ги протерале сите што знаеле кунфу таму. Значи Шаолин е скроз гаснат, нема верски работи, нема подучување кунфу, зашто они гледале опасност од кунфу мајсторите. Што стварно имало зверови, како да ти кажам, многу извежбани луѓе кои дури тренирале техники што викаат ни метак не може да го погоди, ама тоа не е вистина, што ставале плочи, има приказни за тоа. Каже вистина ли она со Инчпанч? Да. Да, вистина е. Може да демонстрираме ако сакате. И ова речи го, тој е контракција, знаеш што, јас само кога дете, се пасе на друга страна, бегаме, кога дете сум се водушевал на мравката. Викам, како тоа суштество толку може да дигне? А тоа е све до чикунгот, како ќе ги развиеш, ти треба да ги употреби сите мускули. Или еден човек 400, како Пирузе човече, 400 кила на бенч или колку дига, колку му е максимумот, не знам. Да, и точно. 370. Да. Да бе па пута 4 цели. И тоа е нешто непоштено овој од Ниш, како се вика стронгмен и тој човече, какви слекови прави, сега брзо го гледав, како да е некој човек гимнастичар од 1,60 м, а он е 2 метра кошаркар човече. Знаеш за кого ти зборам? Да бе како. Прави слекови како да тоа не е ништо. И мометот беше од Шаолин и ова све се прогонети, учителите ги нема више, кој по Америка, што се подобро учени, кој Хонг Конг, Јипман бега у Хонг Конг. Јипман бил толку богата фамилија имал што улиците ги крштевале по неговото име, мислам не по неговото, по презимето на фамилијата. И од денес станува многу сиромав, прогонет. И работел и за полиција, и за ова има приказни каде што одземал пиштол, скршил 3 балвани, а човекот е 1,59 м, толку е мал. Што да ти кажам, има приказни каде што некој го предизвикал што кој ќе удри метално буре го виткал лимот, они кој за нафта буриња. Ама овој го победи за 3 секунди и го праша зашто, повика он беше јак, ама не знаеше да се бори, немаше тактика, немаше ништо. И у Винчунот тоа било бар порано, вика, ако си добар Винчун борец, не треба поише од 2-3 секунди борбата. Да заврши брзо, тоа ти е како кобра да ту касала. Чекам, оце мене многу ме јаде такви ликови, такви
анегдотски приказни за таа сила на такви ликови. Со тренинг? Па да, со тренинг. И ти си духовно тренирал, тоа, и други тренирале, и он тренирал. Како, Да. како се стекнува, како тренира, кои се со тие? постојаност, со голема волја, постојаност и секој ден тренинг. Тренинг на мозокот, тренинг на телото, тренинг на духот. Ја не можам да нормално. замислам да живеам без тоа. Ја да речем сега пред да тренам наму, формата на Шаолин е извежбав. Се укорени, значи знам како да се стегнат мускулите, како да земам енергија од земјата. Тоа све само по себе се функционира. Многу работи не се кажани. Ти, например, си слушнал од баба ти некоја легенда, тоа се тие легенди се све вистина, само нас не викаат дека се легенди, а не е тоа. Тоа дека не е вистина, тоа е вистина. Да ја довршиме хронологијата, Да. па ќе навлеземе И- поише И сега Ова. они се повлекуваат од Кина, значи добрите мајстори си доаѓаат. Ипман доаѓа у Хонг-Конг и не сакал да подучи, ама морал да живее од нешто и почнал да подучи. И се прочул со тие неколку настани кај што се борел, има еден старец, па не знам да сте слушале, Вон Шунг Леунг е еден од познатите мајстори, тоа му е другар на Вилјам Чонг и постар. И сега братот на Вон Шунг Леунг се дружел со мојот учител и му вика, мојот брат иде да предизвика, вика еден, а Вон Шунг Леунг бил боксер. Мислам кинески боксер, он вика боксер, ама кинески, демек кунг-фу знаел. И иде да предизвика некој старец што многу добро знаел Винчун. И ида таму старецот го средува за 3 секунди, сваѓаш го легне, ај пробај, вака пробај, така не му иде никако. И си отишле после тоа и ништо. И после извесно време мојот учител разбира дека отишол да учи кај него. И после тоа сите се нагрнале таму да учат и они. И така се запознал со Винчунот. Во меѓувреме Винчунот секогаш бил не само Винчун, него и другите кунг-фу потпаѓале под некои триади, така да ово е бил член на зелениот змај триада. Така да не е стил кој бил за јавноста. Аха. И затоа тој стил Брус Ли не го видел никогаш во својот живот. Знаа дека овие го победуваат, ама од времето на развојот, каде што Леунг Бак, тој докторот, кој ги учел неговите синови, ги учел регуларен, оној правиот Винчун, и од тогаш настанал уште една варијанта, посебна за други ученици, каде што не е објаснето баш. Движењето, ова, и не ти покаже, не ти ја каже тајната, тактиката. Ако ти во Винчунот еден чекор направиш, погреш, више не е тоа Винчун. Зашто ти таму се бори со две раце против една негова и со две ноги против едно. Исто како приказната со бадемите, не со бадемите, со лештиците и оревот, со два лештика. Не знам ја. Не се слушај, не се ја тega. Значи два лештика и еден орев кршат, сваѓаш. Така и ова, значи со две раце се бориш против него една, значи другата му е како да ја нема. Има слепа страна, не ни гледа од кај ќе го удриш. Аглите се битни, сваѓаш. Како се поставуваш. Значи ти кога маваш па нели со она ти на пример има нели ова речи го како се викаше, ако седне со некој што треба да разговараш од карши, може да настане конфликт, али ако се малце се истраниш, нема да се расправа со тој човек. По фенг шуи, сваѓаш. Така и тоа, исто и кога ќе се расправа со некој, никогаш раците не треба да бидат скрстени. Покаже затворено. Треба овака да ти се можеш одма да реагираш и треба бочна да застанеш на секој што се расправа со тебе. Може да е. Со кој што мислиш дека ќе има Не, може конфликт. ќе има, ама значи нема да се расправаш. Воопште ќе се избегне таа енергија. Исто како со поклонот, тоа сите го знаете, кога ти носи некој поклон на врата, ако не сакаш да го земеш, кај ќе ти е поклон? Ќе си го врати дома. Така и со кавгата. Ако ти не се караш, он нема да има опонента. Значи, И доаѓа кунфуто у Хонг-Конг, Винчунот. Куклата до 65-та година, дрвената кукла, никој не знаа, за не дека постои. Тоа се 108 техники од Шаолин. Значи, порано во Шаолин имало 108 кукли, може да се гледале филми, тој што полага, Тебе сум те гледал ги мал. влегува во алејата, ама 108 има. И треба да ги победи сите и да излезе на таа страна да запалената 108 кукли треба да ги победи сите разни што работат. И треба да запали свеќа и има еден и тој ден денеска постои, мислам тигари нешто има на тоа, жарен на урм, чуп да речеме еден од метал. И тој треба, не знам, може тежи 500 кила, 300 кила, треба го премести на другата страна.
Жежок. Жежок, и тоа без- Тоа ми е од некој филм не, од да, оној- и го имал филмот и тоа и Од приказа ту комедија легенда. една ти е. Тоа било за да Да. може он да излезе како слободњак, до тогаш не може да излезе. Така и по филмовите свееш приказнат. И го преместуваат чупат. Сега после тоа пошто манастирот е запален, направиле кукла на која се работа со 8 техники. Таа куклата што имам дома, да се работа со 8 техники кои се 108 варијанти На овие на претходни. тактика и борба, кои може да прераснат во 1000, во 10.000 и они знаеш како викаат. Ако Сите сценари. вика Брусли вака вика. Ја не се плашам вика од човек што знае 100.000 ударци. Ја се Да, плашам да. од човек што удирал еден удар 100.000 пати. Да, да. Тоа е легенда. Така и ова вика, ако сакаш да научиш нешто треба да го учиш до 100.000 и назад. Не. И тогаш ти е тоа усовршено. Значи ти кој ќе стане, ја например не знам другачија степ, ама има мислам да се борам, извини. Чека застанам на али- страна. Али ова речи го има луѓе вежба вингчун 3-4 години, го ставаш у ринг, он работи бокс. Значи почне да удира као на улица се па не употребува удари по централна линија директи, не употребува серија, не користи слепа страна. Затоа што не Значи го ништо, изучил движењето 100% не. И кај заради нас тоа. движењето на преформата кога застанеш расчекорен си. Да, знам Значи, со не на си- чудно Да, за да расчепата. идеш лево и десно. А знаеш како се упозна со ова вашево, како сега со кросфит? Кросфит како? Па Зоки ми е ученик. А, знам па у И војска ја имаш- доаѓам и не знам колку години викам ќе почнам, а зашто ќе почнам? Затоа што тоа што е таму исто како да си у Шаолин. Тоа мене ми фалеше, зашто ја дома кој ќе вежбам, ај досе. Сваѓаш? Да, нема. А вака кога жара ме води, ја уште малце, сваѓаш и си го слушам, ако е помало, не мора да го слушам. Па, Ти нема, ствари Зоки тренерот. ги тренираш армијата, така беше? Па да, таму ги почнав да 2000. таму имав уште добар. Таму беше кога после распад 92 и дојдов како ученици Предраг Петровски и Предраг денеска е е мајстор, да, познат сифу исто така. и не само тоа, него не висока класа Да. на мајстор има завршено све, 6 ранг мајсторски има, тоа е Зашо последното кога звање. ме прашаа на пример кој ќе ти дојде сега следен, викам Ѓоре кунг-фу, Аха. викаат нешто тој Предраг, викам Да. не знам. Па добро, он Сигурно ги кажа. е популарен зашто ја веќе сега ти кажам од 2010 веќе не подучувам и се повлеков. Некако од кога отидов у Кина као да Те видов разочара? све, сваѓаш, као да се разочарав од тоа што таму очекувам малце повеќе. У Хонг Конг отидов, гледам све се раскарани, тие кој тренира оригинал, кој не. А мајсторот мој видов дека таму сите го поштува. Што се случи таму на една гозба? Не примија во не полициска академија, него ова како се вика, кај што име полицијата главна у ова МВР. МВР како кај нас овдека горе, ама Министерство. не да, у министерство, право. И отидовме на 25-ти спрат, има специјално не пречека, имаше ова речи го ресторан горе и сите тие што беа таму имаше полицајци ово она. И да од една прилика тоа највише ми се свијаше седевне американците, кинезите и он вика, ја го гушкам, знаеш, више како ептен многу се зближивме, многу ми беше и драг и го поштуе многу и ме прифати, што да ти кажам. И сега викам, мајстор викам, ајде да се сликаме. И не сликат и он расположен, вика, ова ми е син, вика, од Македонија. И најдобар е за кунг-фу. И они сите вака гледа. Ама знаеш што е чудно, што странците, американците ве поштуваат. Кај нас е малце подругачи менталитет. Може љубомора се створи. Па не, кај нас мислам дека е поише... Али моите ученици се многу добри. Од кај ние кунг-фу? Мислам Не, дека ама таму не, иде... имам ја ученици што направија некои работи што не требаше ги направат, ама тоа е човечки, сваѓаш и не им Аха, десувам им злоупотреба. луѓе. Така треба да биде, тоа е за мене школа, а за нив нешто друго, па ќе се терат кармата Си до ги крај. научил нешто што они го Па злоупотребуваат. не го злоупотребуваат лично вака на луѓе да прават бели, него не ја завршивме работата, Аха. ја што ја почнав 45 години со више мајстор, човече, ја требаше да завршам со Сојуз, со такмичење, се беше спремно и ја у тој период, знаеш, фирмата ми беше многу добра, без со ја сега помогнам. Да. Имавме преку 200 ученици на семинарите. И беше работата, ја како повозрастен, само семинарите држам, затоа што ја немам ученици само дека сум држал семинари по Бугарија, у Пловдив имам ученици, Босна имам исто представници, Србија сите сум ги учел, од Загреб само немам. Загреб, ти си Косово еве, учил? Косово ме молат сега за едидем и сакам па да почнам нешто Да да почне, работам. Па ајде. не, се припрема, е, ама Браво. да ме спремиш треба. Малце појак да бидам. Само еден мал скок не ми остана дојасен
Кога збореше за различните школи во кунг-фу, во Кина, комунизам, кога се криеле Да. позади зидови, па едни биле Оригинал едни не. така оригинал. Сега Како ќе ви искача кажам тоа? како настанал. Да, како воопшто доаѓа да има прилика дете од Македонија контакт со тоа да има? И да знаеш дека е оригиналното. Оригиналното ќе сватиш како да ти кажам зашто е оригинално, зашто логиката го кажува тоа. Дека ако ти дојде некој ти каже држиш 2 меча у руки и кој ќе правиш блок, правиш од натре, може да си сечеш, така? Onda првиот момент ти вика од надвор, ово иде, ово тука иде меч, со 2 меча кои работиш. И више сваќаш дека ова е тоа е еден пример и баш кај други примери кај што реално се докажуваат дека човекот може тоа да опрева, другото малце ненормално задната нога да ја влечеш додека идеш место да се движиш на прсти како што треба. Аха, значи си бара упатено септен да се тоа позна. било најдобро што сум го вежбал Ти се до докажало дека 82 било стварно добро, сум имал резултати, борби со каратисти, пробување кај што не може да ме стигне затоа што у винчун ударците се праволиниски кружни, они не можат ни да се снајдат кој ќе трнеш према него, не може, нема време да се трне. Они научили се да се повлекуваат, а ти некој кој ќе испали метак џабе се повлекуваш, што се трнеш на страна за да те промашат. И после веќе научија некои работи и ден денеска ја гледам по Ultimate, по више користат работи од винчунот. Ама веќе тоа е отворен за сега, го има на YouTube, има се више дадено, кој сака да учи. Спомна до 82-ра, што се случува после? Па после тоа слушам за овој учител, дека постои ваков учител што има да, конекцијата тоа што има педигре, па да семинар. И што се случува, и тоа ќе го кажам. Значи 87-ма доаѓа брат му, не може он да дојде. Се случува некоја работа, братот доаѓа негов да држи семинар во Београд. 7 дена таму учиме и ја веќе одлучувам да ова што сум го учел до сега оставам во еден пакет и почнам од почеток како ученик. Значи на свој 30 години, виш, не 30, ама 25, 26 години. Кај што веќе си стекнал да, некој ова ранг? е слично, ама на пример ако таму било бонсо или крило рука овака, сега е Добро. овде, сваѓаш подругаче малце, само толку. И зашто е тоа така? Зашто ти кажам ова е оригинал, тоа не. Зашто од таа крило рука ако преде, у тансо ќе преде овака, али ако правиш од модификацијата ако е вака и ти ако ја свртиш ќе си ги извадиш очите, ме разбираш, и сваќам дека не е тоа, па треба ова и сега тоа е малци подолга. Ситници, нијанси. Ситници кај што тие после сметаат у реалноста. И од 87 ја преоѓам на тој систем. После имаше некои мајстори горе од Србија што веќе да речем положило нешто идеа и ја ќутевка, не гледам дека сум подобар од нив, не може да учи мене. А сака да те гњави и да те лаже и што остани ден денеска болест по Србија. Многу луѓе не го знаат винчун, они мислат дека го знаат, а не го знаат. Не е тоа винчун. Тој личи на винчун, ама не е винчун. Зашто ти ако дојде некој што е малце појакова ќе те здроби. 2-3 крошеја ќе дојде, ќе не знаеш што одбрани, ќе се изгубиш. Усвари ќе ги видиш дека не стои на местото кога работи системот. Да скратиме тука 90 година веќе доаѓа Вилјам Чеонг. Што се случи? Ја до тогаш више мајсторски, да. На семинар у Нови Сад. Аха. Мајсторски извежбано све до детали. Немам диплома за тој систем, имам од овој стариот. Си го вежбаш 3 години сам. Па поише од 3 години до 9, да 3 години доаѓа од 90 на 3 години. Да. И пред тоа имам сознание, ама вака лично Така. 3 години. И тоа е извежбано, што да ти кажам. Доаѓа и ја вежбам таму меѓу тие 100-200 луѓе што вели он доаѓа кај мене и вика од кај си ти? И ја за не знам ни зашто така му рекол, не сум од Скопје, викам од Македонија. Аха. Кај си го учел ти вика ги работиш техниките безпрекорно, сваќаш, нема ни една грешка, сваќаш. И викам од голема желба, ово направиме му и он ме назначи мене за Македонија главен и почне да прави да формира овакво. Ама кога меѓу време на овие од Србија што сакаат да бидат главни, а не беа кадарни, и ги изнервирал. Им рекол, почнале мучките. Македонија на мапа да ја видам. и му е покажал. И од тогаш они ме замразе. А ја викам сега потешкиот пат ќе го изберам, што да правам. Добиам некои дипломи таму, ово, она, и останувам у контакт со телефони, разменување на адреси, се знаеш како Австралија, праќање писмо, чекање месец. Ама све ми праќаш, све материјали што све ми праќаш. И ден денеска. И да едно време ми праќа диплома главен застапник за Југославија да бидам. И ден денеска имам таа
тој сертификат кај што ми дозволува ја да го ширам. Постои ли некое како интернационално тело што ги регулира овие има, работи? Светска И Вингчун, тоа е поттикнато од него. да, он е основач на тоа и сега неговите синови го продолжа што он доби мозочен удари у количка е се више. Уште е жив. Тоа е жив, ама штета е што беше многу способен, иако имаше и на 80 години шетавне заедно низ Кина, беше и под кинески дзид. Колку години има тој човек? И 82, 20 години е постар од мене. Ту, браво. И сега гледам дека витален почнува да комуницира, може не верувам дека ќе стане зашто на електрична количка е. Па ќе видиме, а пред тоа не можеше ни да комуницира. Ама гледам весел е, Моќта на кунг-фут. па не знам, можда и вежба и не. Замисли. И сега и заглавив, не заглавив нека и 90. Не, тамандов ме он те Интернационалното назначува тело. за главен за овој регион. И тука настануваат моите проблеми, да ме мрзат овие колегите од бивша Југославија, ама тоа се случува што се случува. Ја работам, напредувам од тој, веќе 94-та он организира семинар у Франција. Ние виза, како ќе извадиме за виза за Франција, ја мора да се видам со него. Имам не плав пасош, ако се сеќавате. Не знам вие да сте имали плав. Повесно. И идеме таму, вадиме Југославија? виза. Не, тегет бил, но тегет пасош. Пред ова од биометриски. 90-тите Да, збориш. бе, од 9 тој плав тегет беше пасош. Абе, тоа е пред биометриски. Да, билет. немав не биометриски. И сега на него Чекај, више сме Македонија. да, више сме Македонија. Да. Па и затоа После онако 92-ра, кажав, окей. му покажав Македонија како да знаам дека ќе се Јасно, распадне да му. Океј. И он му каже, прво сакав у Кипар да, ама исто па виза барат, Грција не пуштаа да влегуваме, у Грција ми беше најблиско, он доаѓаше секоја година у Грција. А до Аха. Македонија По два не пати, дојде. да. А? Македонија не му текнали. Па не му, Па сега. чекај сега ќе кажам. Перспективно, И 94-та идам за Париз идеме. Вадиме како што вадиме виза за 7 дена. Виза да трае 7 Толку, дена. да. Толку и назад. Не. Идеме и замисли доаѓам на аеродром и не затвараат се ни црнци, Како ве затвара? па не затвараат сумњи. Као Македонски пасош со француска Од виза. Балкан, И Југославија. Седи. И тој ден ми пропаѓа семинар, ја полудувам, човече. Ле. И после најде стигаме, он ко не пречека, он ма смешта и едва ме дочека, како да ти кажам, зашто ја и например кој ќе седнам со него, не оставам ја он да плати, и да немам пари, ја ќе платам за јадење. А овие французите не, секој за себе, човеч. И таму полагам за сите степени, од деннаш, 108. од ден на све, свеѓаш. Завршиме таа работа, па може едно 2-3 сата Тоа збори. И- Шо е полагањето? Тоа со 108 Па- кукли само на Па едната? не само тоа, него ти са цел систем имаш од првата форма, втора, трета, четврта форма, 4 има различни форми. Силим тао, чумкил, билџи, лептир ножови и мотка, 5 форми се. Не се како каратето борба со сенка, него ова се азбуки, како да силим тао е како азбука. Учиш техники и после на апликација учиш на тао. Усвари, силим тао е направена нема така да ти крај. кој ќе ме гледаш да вежбаш, не знаеш што правам. Ќе што мафта овој. Не е тоа. Ама Тоа сведи како, уместо како катили, така Па да, се изведуваат да, во по- кореографија Па форма некоја. или ката. Ката. Јасно, јасно. Само не е ката се со 10 души. И борбата со повеќе души не можеме да се тепам со 10 души од еднаш, како што застанал Брусли у средина па се тепа со 2. Ќе го јадеш шутекот. Да, Има бе, да. стратегија, исто како од страна идеш на еден, тој еден смета на другиот и полека ги чистиш. А, Ја мислам тактички. една снимка покажано. Ај друг може да ќе ја пуштиме, не е проблем. И И полагаш и све. полагам све и од тогаш правиме договор за 95-та да дојде у Македонија. И сега доаѓа у Македонија, ама тоа кошта $5,000. Ефтина варијанта, сваѓаш. Како ќе ги собереме? И ја го викам, он да поверење си доаѓа. Умеѓу време собираме нешто, ама не све, сваѓаш. И се мучиме, ја под стрес. Како ќе се оправдам, сваѓаш. Вежбе, она не сум тука. Добро, ја више ги знам сите работи, не ми треба мене. И имаше една ситуација баш како анегдота. Покажувам, тренирам, а ја дувежбам, фу, бруката пројде. А и вика, не знам дека толку си брз, вика, се снимено е тоа, го има како документ. Ја. Многу си брз, вика. И се снајдовне тогаш ти помогна, мислам, како се викаше таа фирма, се дали постои он дека кај работнички. Има некенки, има и нафта продава. И тој убаци $2,000, заврши работа, извади. нешто му да, не извади. И не му платив скрос. И после не испадна дека никогаш скрос не му плаќа. Се за мене беше посебна цена, посебно за учениците. Многу блиски бев, некој го донесов дома и сега
Тоа Знаеш, дома ли кај Тој тебе? дома кај мене го носам и сега, знаеш, ај купи ова, викам, ој не пиеме само чај, пие, викам, нема кока-кола. Ти вика сакаш да ме убиеш, вика со кока-кола. И у тој период беше Ребра. вегетаријанец. А ние ребра. И Си И тоа му беше православена. интересно, вие сте добри, вика многу, и на друго место вака никој не гледа кај живееш, колку дали си сиромав, дали не си сваѓа, зашто ја сум почнал од работничко семејство, сега можда сум богат малце, ама тогаш било многу тешко, не можам да ви објаснам колку било тешко. Со 200 евра плата или едно време беше, овој кога беше распадот, 45 марки беше плата да работиш неделя. Па нешто ова, па тоа беше хаос. Па после почнав во казино да работам, ово, она, натаму, наму и се следовне. И не ви докажав за триадите. И тоа, они, сите се преселили мајсторите у подобри земји. Мојот, например, учител, пошто со Брусли, тоа не го знаат многу, се чепнале кај што не име место, например, со криминални групи, каде што веќе им било опасно да живеат таму. И што прават? Едниот го праќаат за Америка, Брусли го праќаат? да, а другиот за Австралија. Тоа било на 15 години. Ние вика од тогаш не се видов, не затоа што кај ќе се видиш? И они сиромашни биле. Свеќе што Да, Хонконг Така бил уствари Нема иде многу иде сиромашни пред било. Не било ко сега. Ја Хонконг кога го видов, тоа беше више чудо, али 90 до 90 Сега година е најскап катастрофа. град, човек, Да. на свет. Па ми продаваа стан, вика, многу ефтино ме попуст, вика 2,5 милиона долари, 45 квадрат. Со поглед на море. Ситно. Живот, Имаш Со Колку има? И циркузи, што да ти кажам. И така да он останува тука и од Ствари, извини, Вилиам Чонг, така, Чонг да, Вијан Чонг. и Брус Ли се уствари учители на Ипман. Не. Не. Јипман им е учител. Извини, А овие се другари. Ученици, Многу добри другари. Они се другари. Да, ствари. они се као другари. браќа, да. Добро, И добро. Брус Ли бил тој што стално се закачал. Има една анекдота, вика некој стар мајстор продавал лекови и даваш $5. Ако кој ќе го удриш со шамар овдека или со бокс, ако пушти звук, ги зимаш, ако не Аха. иде. И Брус Ли отишол, ја имам еден другар, може, вика. И Вилјам доаѓа и вика он се намеси да го удрам ја шамар, вика. Браво. Шамар Те еден, рефлекси. шамар еден во Кунг фу. Во- Да. во шамар му лупнал. И тој а уште една му удрил и викнал. Ама вика после ме брга ќе му тепа, не може да ти. А со мали они клинци под годи триадите ги вербувале деца од по 10 години за да Да, работат за потенцијали. нив. Да. Мене ова ми звучи ко филмовите што сме ги гледале, пример Ипман. Изгледа така и било. Ко Ама прилично тоа реалистични да вистина, има се. некои работи што Преувеличени може понекогаш. Не се Холивуд. преувеличени, има и по-бетер, него Што добро, сега ако мислите на скокањето, на Е, летање, да, тоа е тоа тоа не е На реално. техниките. Да, техниките не е реално, али Ама човекот приказната бил таа- многу голем мајстор, затоа што Хонконг знаеме дека сега 7 милиона, колку има, може и 10, а и тогаш бил голем, ти за тој град не е Скопје, па да бидеш фраер, он бил фраер, голем град. Сите го знаеле, ако отидов у Хонконг, сите го поштува овој мојот мајстор, сваѓа сите здраво она, кога дојде од тие таму полициска академија, сите му се клањаат, човече. Така бе да великан. Не, значи ти у тој простор си бил легенда, они ги викале човече као кучиња, као питбули, у нон-стоп тепање, нон-стоп докажување. Мене ми има кажано, вика, ја се боре со еден што со нога, вика, кога чуеше вреќа од Орису камион, ја шутира, вреќа ти се каже, се дали била 20 кила, дали била 30, не е битно. Се бори ми, он ме лаже, вика, надвор си од чошот, и ако си надвор од оградата, ја губиш борбата. Јас се вртам, он му удира 4 ребра ми крши. Иако ми ги крши ребра, продолжува борбата, ја го бркам, он бега, ја го бркам, вика, и единствен човек заебава, вика, што сум извадил скалп со гори руки. Го фаќам за коса и го тргам, вика, скроз му го извади скалпот, па после му ставне, вика, тутун, викам, тоа, викам, исто како кај нас, викам. Те, бре, што Ама искочи. нон-стоп се тепа, нон-стоп. Има, кога живел во Австралија, имал преку 300 барски тепачки, имал свој бар. У барот имало пехари, сите ставаат по $5, колку ќе осене си ги зима парите. Они го А, предизвикувале И го доаѓа, вика, предизвикувале. еден рус, 150 кила. Ама ја, вика, тогаш облечен униформа, каде што не смеам да се тепам у бело некоја кимоно, имало некоја прослава, он почна по шанк да удира, ќе ми го искажеш. Вика, ја му викам, чекај. Се пресоблеко. Стави пекарот. И вика, застануваме се, тепаме и ја 3-4 комада
И вика он падна, вика контурите му се соблеко, ама сега знам дека е голем и многу јак, он кој ќе стане не може да се помири со тоа. Му ги соблеков вика панталоните и му ги врзав контурите. Ти дека остана се позна. Причина се Петар од филме. да сега да е тука ќе што све не ми Да кажа учиш. што сега више ги зборам затоа што порано не ги зборам ми беше незгодно све уште ова нема вада да го чуе. Па, кај И ќе да не го чуе разбере, тоа па? му е. Не ми се љути. Кажи. Уште нешто сакам да Да, да. кажам. Идеме во полициска академија, пошто веќе овде, да викам грати си таму да одржиме некој семинар, идеме да држиме семинар таму. Да договориме да полицајците учат вештина некоја што и НАТО ја изучува, сваѓа што имам докази каде што војниците во Америка тренираат винч. И идеме таму и сега ја го облекувам мајца од Александар Македонски, човече. На Вилијам Чеп. Ама он многу знае за тоа. И вика, знаете од кај доаѓа, знаете ова. И им кажуваше дека стратегијата на Винчунот е од Александар, човече. Стварно? Ама тоа е вистина. Стварно? Па некој бел човек им ги гонели за саби и у тој период сите саби биле ковани од бронза. Како ги правеле така и на Александар сабите тие што се бронзени се. А како сечеле, како е направено да сече, не знам, што да ти кажам. Многу интересни работи. Посебен Дамаскот и ова рече од челикот можда. Ти имаш и книга, јас сега прв пат ја гледам, ама ми Јас- се свиѓа многу насловот на книгата, Надеж за иднината. Ова предпоставам, или не предпоставам, не е во продажба Па е... беше едно време и така остана. Ја после се тоа што беше таа првата тура се раздаде, се продаде нешто. Можда ја продаваат уште, а ја не знам за тоа дека продаваат. Ти си на слика тука на книгата со твојот Да. учител, дојден тука, ова е изгледале од тоа време. А јас сум тогаш на 40 години, он е негде плюс 20, значи 60 и Имал 20 се поминати. Поиш. Кажи ми малце за книгава поише, Па и- за што е напишана? Па да оставам некој запис од мене, сваѓаш. Тоа ми беше идеја зашто секој учител треба да напише нешто или бар да сними. Мојот учител има преку 20 книги напишан, што за лечење, што ова последната книга му е све за винчунот и дебела е можда преку 1000 страници има. Секој учител, Па би Као сакал по да остави, традиција е По да има традиција, нешто. нешто можаш да оставиш. значи има и биографски елементи Да. и малце едукативни. Да, едукативни обавезно. Има Пошто цели целта е на слики тоа. со... И сега, у тој период кога го правев ова, немаше толку да можеш ти да го гледаш тоа некој да те сними, па као сега со телефон не можеш секој ден да снимаш. Сега е И што лесно. сега е многу лесно. И доставно, например, сега Жаре да ми рече, ај покажи ми тоа, како ај ќе го снимам, ќе ми го пуштам, не мора да ме види. Да, ќе Тоа го ти гледам е 2 исто, дена. да. Ама не Да, ќе го да, научиш, сега ти контактот ќе го освариш ова. Ама добро, книгава не е дека ти сакаш да научиш некој Па, како да, се тоа е бори чисто за винчун. информација, Има да и знаеш. знаеш. вакви се- 40 страни. Како инструкциони? Да, со има слики. инструкциони, да, А, ако окей, сака. извини, не сум го Ја, приметил например, тоа таа книга, поглавје. оваа книга да сум имал 71 година, ќе сум научил све. Ќе сум маштал како треба, у детали ќе сум сработил све да. Окей, Да, дека има и убави теоретски И делови што му успеав да разлистам да, сега. и да ви објаснам зашто е надеж за еднината. Да. У манастирот во тој период кога сакале да се ослободат од манџурите, сакале да припремат систем што ги може да ги победи до тогашните направени системи за борење. И тој систем зацртале тие петорица старци, така ги викаат, меѓу кои били Нгмуи, основачот на стилот, кој тогаш немал име, него не знам ни како се викал, кунг-фу да речем. И меѓу време некој ги предал, манастирот се запалува, за мајсторите викаат дека сите се убиени, останала само Нгмуи. Мада ја после дознам дека еден од мајсторите го направил Чуелифуд системот, другиот на Окинава избегал каратето и така. Сега тоа колку е вистина не можам да тврдам, но Нгмуи као легенда и овој систем е многу релативно млад, он не е поише од 400 години стар. Значи он е последен систем така направен. Сега не знам што прават, но и што се случи, она вежба и во едно село живее некој девојче кој е многу убаво, ама овие селските бандити, рекетари и им досаѓаат. И она ја зима да ја учи Винг Чун. И она
почнала беше на турнири да заработува пари од кога го научила. Она ги победила сите. Девојчето викаа дека се викало Wing Chun. И системот е наречен по незе. После она го пренесува на својот маж. И тој мажот незин укладата била во борбата, ако ме победиш ти бидам жена, знаеш. На сите тоа била, усвари земала пари, ги тепала како што да ти кажам. И мажот излезе и се свиѓал и му попуштил. Ама дошло ден кога овој се малце се расправа. Дојди вика ти покажаме, ајде вика. Му се изнамала и така од тогаш е преден во машки раце. Пред тоа помалци имало тупаници, повеќе имало гребење прсти, смртоносни и такви работи. И врат така. Да, такви по. И надежта за еднината што е? Надежта за еднината е преводот на македонскиот Wing Chun. Тоа значи, они преку Wing Chun, да, зборовите... значи рана пролет може да значи и надеж за еднината, усвари зашто они преку рана пролет имаат надеж за еднината, сваѓаш и тоа така малце. Има за тоа, за изговарањето се ти кажам нешто. Идеме ние на Жолта планина, ја жена ми предраг компанија и тој имав еден Шенон се вика од Америка, вика ја ланија качив, годинава читам со ова речи го со жичара. И ние идеме 6 сати по скали. Овака идеш, па вака 6 сати. Се качуваме и стигаме кај што се хотелите. Ама тие помали така хотели 4-5 спрата едно поише. Ја кажуваме кој хотел го бараме, ама изговорот лош. Пењето, они треба мора да кажат. Право вика. И идем, тоа доаѓаме. Овие багери рушат. Ој са нашиот хотел, викам ќе го прават сега, викам. И се вратиме назад, па така се затоа викам, ако не изговориш добро, друга приказна. Да, па. Кој се најде? Каменот овде, друг ше се вика, каменот доле, друг ше се вика. Да. И тоа. Значи Wing Chun зборовите уствари се тоа е рана пролет. надеж за еднината. Рана пролет, надеж за да. еднината. И друго што ми се случи на тоа патување, се качуваме и проаѓа еден шерпас, носи терет, што да ти кажам, на планината. 200 кила, да не речам сега, сигурно 100 кила терет го носи. Викам, па што не го носите, викам, со жичари е големи, се качи, многу е скапа, овие им давале по $25 на ден. Цел ден носи, 100 пути. Листовите им беа огромни, човече, не може да стигнеш како се качи. Многу јаки луѓе. И горе, мене ми беше редот да држам тренинг кај хотелот и доаѓа кинезот, ми приоѓа, ми ги фаќа руките и ми ги допира вака. И сега тој еден кинече од Австралија со нас тренираше, викам, што збори, бе? Вика, збори дека и он има некој брат така јак како тебе, а ја таму парче ги напрети. Викам, добро, викам, уште малци кинес ќе стану. Интересни патување. Кажи ми, мене ми е многу секогаш интересно кога имам прилика со така повозрасни луѓе да разговарам, од аспект на знаеш и како било во некои други постари времења и како е денес. И ние често по подкасти, по муабети пробуваме некои споредби да правиме како пред некое време најдов пример од средно школо у 50-тите, сите фит, спремни, тренинг, не знам, многу повеќе фокус на физичка спрема. И се ти си лично што уствари било тие времења, 60-тите, 70-тите, направи некоја споредба со денес, некоја порака до... Денеска не постои младење што сака да биде како да кажам машко, да биде воин физички. Јас сум сакал да бидам воин, не воин, зашто воин е за да бидеш ти прав воин, вистински треба да бидеш хуман. Херој уствари така, како да бидеш херој над своето мало, да се истакнеш како маж, да ги заштитиш послабите, да се дружи со луѓето, да ги тераш да вежбаат и они. Ја тако бев еден живеев у Пинтија. Таква беше населбата, малце беше дива. Сега е малце поурбанизирана и не ми се свија. Кога почна асфалтот да доаѓа, нема ни ребици, ни да речам ни овие речи ги лисици, ништо, тоаш и фазани, што немаше, само преоѓаш преку улица, влегуваш у нивите и друг свет. Бостан, ово нас. Таков живот живеевме и нон-стоп сме се бореле, кој појак, кој сме се докажувале. А денес не? Па денеска компјутерот и тоа и сега некој што има волја, еве малиот мој сега сака да вежба по некој пат, ама некој пат вика имам фатив добар другар, сега не знам, можда и од Америка му е, другар му е и си играат на тие игрите, али вежба добар е, сака да вежба, ама
Така Дека- како порано, Дека тоа ќе те прашав, ми звучи кој ти да имаш забележано дека има некој тренд кон ајде да не кажам Не, по-лошо, по-лошо, ама тоа- по-мала инволвираност Овие- во вакви работи. И што мислиш зашто е тоа па така? овие денешниве деца ќе зборат да своите деца, дека нивното време било Исто било. исто ќе биде, затоа што ја затоа и го остав, никад не му бранам, колку сака може да се на компјутер. Али може да го викнам, ај да вежбаме, ќе Абе, вежбаме. исто, ама не е исто. Па Па не тренира. Ја мислам дека ја да ви кажам и со тегови како сум се. Мои идоли биле Серджо Олива и Стив Рис. Тие сега никој не ги ни знае кои се тие. Можда овие уборечки, бодибилдинг. Аха. Тие не беа со вени и со беа, знаеш како гради, ко статуа, човече. Грчки богови. Да. И ние првите тегови бетон од еднорачните тегови од грашак, од кило грашак и ги пуриш и вежбаш. Ја имав Со еден- цемент? Да, со цемент. Да, Имав бе, да. еден тек беше преку 50-60 кила, ја легнам на клупа направено на, знаеш, пред старите овие речи ги куќи порашни имале со Даска. со даска Да, и бе, на да. тоа дигаш, ако дигаш 100 кила ќе се скрши даска. Да. А мој 50 и сум го дигал по 50, по колку пати можам толку ќе го дигнам, не сум размишлял многу, ме разбираш. После налетавне на железен тек, вагонетка, че тркалата сме му ги украли од недека, кој дека сме ги собрали. Преку 100 кила беше, ја на 13 години го дигав, тоа од земја горе го качев, не знаев. Не знаеш техника, Техника како се никаква, вика. дига. Нечо ми правил. И сега татко ми беше во Австралија, кој бе 7 или 8, и го дигам тој тек, вежбаме, пошто не више имам и слики, знаеш, вака се шири, што било најважно, не гради ова, ама вака го ќе направиш лептири да се познава. А, И доаѓа еден дечко кој служел војска, она не може да дигне, а так. Врзување мене шамар човече, вика, абе копилја, многу ме сакаше. И вика копиле да вика го дигна, вика. Татко ми доаѓа вика на комшијата, вика врати му го бетонот, две вреќи, правевме гаража. Врати две го вреќи, бетон. врати му го бетонот, сај количка однесем го. Као да ти кажам, како 50 кило, од че. као 100 метра треба да донесам. Ја ме мрзи количката, двете вреќи под мишка му ги однесам, овој ти си луд човек. Многу јако дете бе, што да ти кажам. Да, ама гледаш сега малиот твој има од кој да научи. Ама Редкост е сега што сака да те праша е сам као ти Да, да, за Загреб вежба да и тргнеш многу- у воз со 4 сабајле. и- Тоа и- не постои И денес. системот према него Али па го добро, употребувам тоа исто таква кој ја што сум вежбал. Не му давам многу материјал. Знаеш сега тренерите се Све плашат ќе ти дека даде. ќе избега ученикот и малце го Све му мотивираат, дава. све му дај ова, а тоа е погрешно. Ја стално Да. викам немој. Фати го како Ако што е на остане, кросфит. заслужува да Сега остане. ај дај ми ако не знам. Да. Ќе држиш пасишна шипка. Цевка, да. И кој сака да остане, тој ќе си остане. мгм. Тој што сака да си ја пушти го да си оди, тој ќе си отишол и И да му вака и даеш и така, зла, да, тој ќе да, си да. отиде. Тоа е погрешен метод. Она што е здраво задржи го, тоа што не ќе си оди, ќе си најде и уствари не е за Ќе си го тука, најде може ќе си другиот пат, најде да. друга среќа. Јасно. И на ист принцип го вежам, мајка му вика, зашто бе дај нешто, ајде нека полага. Какво полагање, тој полагање, тоа му е кај мене. Сега сакаш да му напишам све, викам не. И да ви кажам, тоа призната ми е Да, дипломата да, сега да, до светот. Не е тоа. Да, и го тренирам да речем ударци научи движење, го мотивирам да речеме формата до негдека па му кажувам како па приказните и многу сака чудна работа, сака нешто. Ај кажи ми у старо време како било, ајде ти кажувам. Ама сите Па сакаат. кажеш како мене одма сите тоа ни ме интересира, завлече. да. Ама Старо тоа е, имаше убавина у тоа време да ти кажам. Ние немаме ни Едноставно. телефони, ништо и сега како ќе се најдеме? Ние денеска ги гледам по 5 пути се не може да се најда, че 5 пути звони па не се наоѓа. А да, да. Е сега на пример Тргнав, Жаре стигнав. од стара мајка дете, вика ќе те чекам таму и толку што има да Готово. збориш. Ја до смрт сум ги чекал. Сат време ќе чекам, знам дека ќе дојде другар ми е. Се Да, десило нешто, да, да, немаш да. телефон до кај си. Леле, стварно. А после имам не финта, стално идем не по иста А, истата рута. рута идем не или на враќање на универзитет, ако За сум ако се негде сред- влезем му оставам камче. И он Ја. знае дека сум тука. Абе што не сме правили Индиана Джонс, ева? Абе, кога немаш како ќе се Тоа снаоѓаш ти- у пичку. и- Преако. Абе интересно беше. Спомна и денес, идеш на кросфит, ама си како изгледа денес практикување на Wing Chun за тебе лично? Па, овие клубови што останаа сега, моите наследници, мислам, што држат се уште клуб, а јас сум у најава, пробав сега пред некој време, ама лоша беше локацијата. Ја немав стрпление да дојдам, а моите ученици, кој е заминат за Норвешка, кој за ова, имам еден многу добар ученик, тој Драган, може да го знаеш од Аеродом,
Да. Од таа и он ги тренираше овие другарите твои и он е исто мајстор, втори ранг имаше 4, тоа исто кога да ги положи, пошто знам дека ги знае, ама го фати работата, адвокат е касно, нема кој да ми, знаеш, многу ми е битно да имам асистент добар, кој ќе не можам ја да бидам, Да те замени. да ме замени. Сепак сум возрастен, ја ми треба време. Како старееш, све ти фали време, ме разбира, сакаш да се одмори, Ама- сакаш ова, имам мало дете, 11 години, сваќаш, 11 Ова година. збориш за За мене планови лично. за ти да отвориш клуб Јас или? сакам да отворам, цело и планирам. Ја, знаеш што е најголем проблем? Најубаво беше кога живеев у Пинтија. Они доаѓа кај мене. Има своја сала од 100 квадрати и си вежба. Сега го имам истото тоа му у Сонје. Аха. И на денешниве деца им е далеко. А викаме, А кога ти до доаѓавте од Загреб Џорџе сведел? до Пинтија, не ви беше далеко, сега ти е тука далеко. И малци ме терсене. Ама ќе се потрудиме да направиме сега комбинација, правам со еден ученик мој, он да држи, а ја да улетувам петок. Зашто не ми е више проблем за финансија, ама сакам да подарам и да учам Тоа нешто. е за клуб. Ја сакам те прашам за себе лично А ја, како за мене ја тренираш, тренирам, освен кросфит, дека па идеш на секој ден. кросфит. секој ден Како кунг-фу. изгледа Тренинг. во секојдневието некој што практикува Винг Чун на 62 години? А, види, мене сега ми е доволно само силим тао да ја сработам, не треба ништо друго. Што е тоа? Тоа е форма, Како ката? тоа е све, ама тоа е формата на Шаолин, значи патот на Шаолин. Тао е Добро. пат, силим тао е- Кореографирани да, две, и- извини, ептен може банални Ја ако сакаш прашања да те ставам ќе ја прашувам. покажам, не е проблем ако имаме тоа. Значи ти полека работиш, максимум концентрација и благодет за твоето тело правиш. Сите мускули се активни, од ноги до горе. И ако ја работиш речеме сат време, после си за ништо, мислам, Кој да си И ве? толку го па може и сат Трае време да тоа. трае. Ја мене ми се случило на семинар у Загреб, формата траеше можда 2 сата. Имав еден ученик од Канада, ја Осифу кога сам те видел, кога си обрнул очи, јас сам знал да ќе му да га едемо, вика. Формата 2 сата и кога завршив Ти си не, одлетал толку негде. траеше, сваѓаш, мислам зашто ти кога работиш, да речеме тансо, ќе работиш полека. Со дишење. Значи, Кој ќе дојдеш истото овде може прошло движење. 15 минути. Не Да. дека повторуваш циклично не, нешто не, 100 пати. Не стопа. Истото движење можеш да го развлечеш да трае. Да, трае. 15, Може 20. да речеме у таа позиција да стоиш. Овдека да. Ама не е така, него све споро го правиш, стегнати се ногите до максимум една према друга се влечат, у тој став кога стоиш, значи све си стегнат до појас. Од појас нагоре си полаба. Ударците кои ќе дојдат се знае како е контракцијата и све до максимум и тоа стоењето е најгадната работа. Тоа е претешко. Тоа е претешко и Во тој ставот Вика- што е како вика тој- чучнат. Да, нивамо ни таму. Фераби што шеташе со сукња по град, може да си го видел. Не. Беше директор на хор. И он многу го сакаше Винчун, моја генерација беше. Вика ја Осифу кога си преврну очи, а ја знаеш гледаш и после више не гледаш, после само функционира. Си се одлепил и доста долго траеше, а тие горе на мониторинг што биле у салата, знаеш имаат камери и ја издаваат салата. Јако си му вика од како донесо тој до горе се слуша како година. Ја у тренер ги се фуп 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 како. Тогаш бев крвнички спремен, не мада и сега сум. И сега си така не си. Ова е како и медитативно Да, без делува, тоа, не? да, без тоа не. Таков екстремен фокус. Па чикунгот е битен тука за здравје, меридијаните се спомнуваат како да се за- движи енергија. Да, за тоа и го Зашто правам тоа све некоја функционира само од транзиција себе на ако така. си правилно, значи мора да има стимул. Да речеме кога идам према напред со танса, тогаш енергијата иде према напред. Кој ќе дојдам од овде, оваа позиција она кружи. Видиш, и ти ќе почнеш да ја осеќаш. На пример, сега вака да ставам руката, после извесно време ќе почнат црвени да ми бидат тука прси. Зашто ја праќам, исто кој ќе удираш, да еднаш ти реков на тренинг дали може овака да го држам tego тука. Има таква вежба. И ти сега си стимулиран да мора енергијата да ја праќаш према таму. Значи, од укоренувањето, за да го држиш тоа мора да си цврст сегде. Ако не си цврст ќе паднеш. Како конкретно учител учи ученик ваква работа? Има ли, знаеш што сакам да прашам? Да, неизбежно е дека менталниот аспект е некако тесно врзан со физичкиот аспект. Например, за да ја направиш формата, мора и ментално да го истренираш тоа. Ама има ли дел од учењата што се онака апла теории,
вакви ритуали, вакви концентрации, вакви медитации, како Тоа го не можеш како го на предаваш почетокот. ова Тоа- знаење на некој друг? Тоа не може ни со зборови да се објасни. Тоа ќе го доживее он самиот, затоа што маката ќе го натера, како да кажам, ако имаш ти денеска тежок тренинг, после тренингот си сигурно медитативна состојба, мирен си, не ти е до кавга, не Маката ти е ќе го до ова. Ме натера. разбираш, самиот напор, значи у старо време немало луѓе што биле у депресија. Лек Да, за депресија е мотика. Да, Дај му мотика и нема да има депресија, ме разбираш? Скроз тачно. И преку вежбањето ќе го научиш правилно да го држи телото, тоа е најбитно, за да може енергијата сама, таа е тука седи околу нас, само за да ја примиш мора у позиција да стоиш, како што е јогата, како што е ова. Значи, ако го сваќам ја ова правилно, Само ја треба да го усмери. ваше концептите да се Да, објаснат, да да. постои речник за истото и после директно искусување на И не поединецот. смеш ради своето незнаење, као учител, да кажеш дека знаеш и да го лажеш својот ученик. Аха. Не смеш, ако будистите викаат, ти треба да живееш и да правиш она што луѓето тебе што не сакаш да ти го прават, треба да не го правиш и ти на тие Да, на да, тие го луѓе. знам Значи, тоа. нешто слично како Златното христијанство, правило, тоа е да. златно, седи го корист. И Не прави ја- тоа што неќе ще Секогаш сум го се прави. трудел моите ученици да ми ја кажам вистината, мада тоа допринесува да некој си отиде. Доаѓа Зашто? ученик, вика, зашто не правиме слекови? Па викам, ти ли ќе ми кажеш да правам ја знам како да те учам, ја ќе те однесам на прав пат. Сигурен сум. дека- Верувај, и Миче. Моите ученици, ја не се да зборам, ја имам ученик кој самиот каже, вика, ти како што имаш изваден ученик, Чонг нема изваден ученик. Иако ми е он учител на цел свет, ама нема таков ученик изваден како Петар Петревски, како некои други што се ученици. Нема толку добри ученици. Дури неговите синови денес они работат, млади се, ама уште не го примиле она као татко им. Татко им е легенда, човече. Имам снимки од кога бил 30 годишен, кога настапил. Тој е жила човек, човече. Има Видов раре, слики. раре снимки има, каде што тај е можда малце направена слика, ама не е битно, он таков е. Таков е, што мора да Сваѓаш? има. Малце подобра слика е направена. Иначе што има кај што ги покажува формите, например има едно интервју за Хонконг, удира човекот 8,3 ударци у секунда, човек. What? Да бе, Брусли нели имаше Па, 7 па, секунда. па и како- они има, па ја имам толку, може и 9 можам да удрам. Зашто принципот на удирање у винчунот е права линија, најкраток пат и И почне од тука кружно. неdeку. Тие се кратки удари и брзи и снажни. И се базираат на овие мускули, тие се најаки, најголеми се кај раката и нив ги користи. Две прашања. Да земе вака да направи нешто Да, брзо две изгледа. прашања. Кажи. Што ти текна на кросфит да идеш? Од секогаш сум го сакал тоа зашто е дел од Шаолин. Elaborate? Па истото Кој е. ќе дообјасни се Па ова? еве ја ќе Да, ти он- он нема видено, ама ја го така го сваќа, не, доживувам. не, он така го Например, мене ми вика носи ги теговите, ја ги носам. Дигни ги тука, носи ги, сваѓаш. У Шаолин имало дупнати тенџериња по 50 кила на врат ги носи и ги каче горе да го напуни бурето. Тоа требало за Сваќам. функционално било. А не, Сваќам тренинг, на што човече, мислиш. значи слично е многу добра работа е кросфит. Ја на сите што вежбаат другари што мисле што вежбаат, викам, ова не е ништо, ама ти ја сега ова ја вака, ма нике не сакам да Како Он дозна? вика джабе вежбате, како дозна, Ѓоре ни го најде просторот уствари. Ама јас знам Ѓоре и уште кога Зоки вежбавте се- у халата. У старата И кога. да, и стално вика, преку стално. аха. Знаеш, јас се одушевив кога донес, јас сум го гледал тоа, например сум гледал, имаше една програма војници вежба, знаеш кои идат поедни па со шипки Да, бе, вака се знам, качуваат. И знам. тоа Да, многу да, ме да. одушевува, зашто тој човек е како да имам Вистински прав, силен, не е да. ова. Ти да не можеш да се одлепиш тука, Да, што да, ти да се залепиле. почеш. Функционалност, бе, функционалност. Они уште едно детенце таму е до се камења човек. Мислам, стварно се Тоа е тоа. Детенце. Па детенце. 40 години магаре. Ајде, не. Детенце си, јас се што да ти кажам. Ја, Не, ја многу знаеш, некој го пат, кажа и некој пат се Шалин. сецкам, знаеш, сега некој помлади ќе почне да ме заебаваат и сега, знаеш, ми доаѓа она дека сум повозрасен да се расправам, викам, чекај бе, примија човече да си играм со нив, се што има се расправа. Они не ме рачунаат за повозрасен после. Е така да. И не И ни многу личиш ме, на така. не, да ти кажам, средината е многу убава кросфит кај што Мгм. вежбаме. Задоволен, едва чекам да идам, како да ти кажам. Тоа од сабале ми ќе си го испукам, после сум супер, вечерта кунфу. И Тоа тоа ќе кажав дали По два истиот тренинга. дали Не, по истиот два ден ја тренинга, он правиш ме кара формата помалце, или вика, бе, не. не претеруј. Стварно Или се си тераш. кажеш, Пред денес некој бев ден на- ми вика, земи од 10 кила тего. И ја го гледам. Ај, викам, што ме прави овој човеч? А на некој работи сум јак. Тешко ми е она како се викаше,
птицата лета, брпијас. Тоа ми е тешко зашто имам мишија со мене, закача и не можам да скокам. Викам, леле, како не сум помлад ќе ве изед. А уствари он со Зоки се знаат преку војската, така? Да, кажа и преска, негов да. учител му беше. Да, па и Зоки така. го гледам последниот пат кога видов, ај, Бон Сао, вика, све памти си вежба, човече. Викам, ти вежбаш, бе. Да, он до деде Добар Сифу, него вика Ѓоре, Да. кај Сифу, шо И при ги научи сите мои ученици кои ќе се видат на улица, се поздравуваат, за да се препознаваат. Значи мене може да се деси некој што не го учам ја да ме поздрави, знам дека е ученик на некој. Имате Тоа го некоја наметна. Значи, релација. еде вика, бе, вие масони да не се вика. Да, Не, да, бе, да. не сме вика. Илуминати. Толку, У ствари Ѓоре зема Дуќан оваа зграда кај што сме ние и ние бевме на 2015 Да, Вишова така кај беше. Ристе. Кај Ме таму. однесе Зоки една некој такмичење иде. Тој А ми збореше тоа за тебе, вика, имам киропрактичар е, дете, вика, ле, за и тебе ми вика дојди ќе идеш кај еден мој и го гледаме, ние чекаме да влеземе. Тој вика почекајте малку. И мене ме местат. Да, он ние не знаеме појма, ние надвор си седнавме градина Да, на таа кружната. Искача Ѓоре и Зоки, Сифу, кај си бе ти, шо прави тоа? Еве, чекаме, Ристи, вика почекајте 5 минути, доаѓам. И дори чекаме стари слуги, абе имам простор за вас. Каде бе? Абе кисела вода, вика зградава гетке се префрла, ние земаме Дуќан доле салата сакале диско да им го земат. Овие не ќе да чујат за диско, Не, вика не спортски центар да биде сакаат. Газите сакаат им го барале за И диско. ги убедо, викам, ова е супер. И не однесе. И ние отидовме тоа кабли, вака висеа сите стубовите, ништо немаше ни плочки, камен све, знаеш. Да. Едва и она основи. И го видовме, простор стварно прекрасен за кросфит, предобар за да се адаптира. И од таму на Ѓоре Да, ми го најде Ми простор. се, ми И се после Пирузе затвори го више донес. прича тако конечно. Пирузе баш ме... А уствари драго. ја Ѓоре од кај го знам, Ваков, ова е 2005-та. Да. Другари мои од основно. Ние осмо оделение Копуци, мајмуни. Осмо или прва бевме се. Маре они години и пол доаѓаат. Да, и да, вежба. Победа, Малце беше напредува, има едно дете сега вози мотор. другари кај Банкар него. ли е, како се вика тоа едно? И ден денес кога ќе видам, тој добар беше, посаглан беше малце. И овие се нафураа кунг-фу, мунг-фу нешто. И ја вика ти ја кошарка тренав. А ти кошаркар не си, да. доаѓам викам сад. И отидов на првиот час ми текнува и ја ги гледав малци што Ама отидов има дома. фубава сала тогаш. Да, кај овие Кај Груевски што му беше, зграда да, беше, беше да, доле тука. да. И овие почнаа да одат група мала направена. Па он е приватно, сака и само они си доаѓа. И напредуваа, добри беа, ви стварите, и они ми раскажува, Ѓоре му бил тренер на Брус Ли, вика таму. Тренерот на Не. Брус Ли му бил тренер на Ѓоре, и Да. викам доста Ама лажно. они се беа, си мислам, правите само они глупости. беа и на семинари доаѓа. За Стварно? теко, па таму имаше семинар од Вилјам. И Вилјам да, доаѓаш, да, Вилјам, да. чујте, еве, тој на Брус Ли не ми каже, викам доста ве лажете таму, нема врска. Па, не, па осмодени. годината по два, па ја така се А знаеш. уствари све било вистина, ради. Ама сите така зборе, јас сега има снимка. Ама човече, од кај некој од Македонија со на Брус Ли тренерот, дека и тебе ти, знаеш, Ама малце Ебе, види да ти тренуваш кажам, ти тима, кога да. сакаш, како ми кажеше преска, кај возеше точак? така. 20 километри. Ти си сакал, ќе одиш и готово, Во тоа Белгија. ти. Овој Пирузе го гледаш која шлаканица. Отишол ќе умира или ќе умрам. И ја така викам, или ќе умрам или нешто ми Стој, ти да, си битно стар. се претерува. Кај идеш таму претеруваш, не ве викам, добро бе, ти колку пати јадеш на ден? 3 пати јадеш, ја само еднаш вежбам викам на ден. Што ме заебал? Немој да ве, па ја тоа ме прави задоволен. Ако Да, ништо те бе. прави задоволен и да е претерано, тебе ти е добро бе. Не Да, може да, да. лошо да ти биде. А ја што сум Браво. нешто имам повреди од порано, што не сум вежбал со некој да ме води као тебе или некој што знае, што сум грешал, тоа е друга работа. И сега тие последици се појавуваат Да, бе, на да. грбот од некоја грешка, шпага не загреан ова, она, што да ти кажам. Кажи ми, груба математика, ти веќе 50 години ти е Јас сум- ова дел од животот. Сега Рече на тука, 9 си почнал. На 9, 62, на 17 више одлужим, скоро 45 години А, е така. сум 40 години сум сигурно мајстор. Си смислувал ли некојаш каков ќе си бил денес да не си го сретнал ова и да не било дел од Не би тебе? сакал ни да размислувам да ти кажам. Зашто у тој период сите сме правеле бели, што конфликт со полиција, ово, она нешто, детска работа, сваѓаш. И кој знае кај сум, зашто имам некои другари, да не ги спомнам сега по име, живи се, кои завлегну некои работи, некои не се живи. Ето таму книгата имам и Да, човек што пишуваш. не е жив, а ми помогнал многу у животот. Он беше 9 години постар од мене. Ја така секогаш мотивацијата ми била повеќе од некој. Имав еден пријател Џоко, се викаше, тој 16 години беше. Учи, тој не водеше, че ни каже вака ќе се удварате за девојки, за ова, за она. Мислам и такви работи од старите учев. Едва чекаш да застанеш у мало
И да слушаш старите што ќе раскажуваат, лажле да, пола, ама имало и вистина. И ќе те пратат по цигари, по ова, она иди, ова земи, иди. И кусур да вратиш. Па тоа ти е, свеѓаш, и од нив тоа што си научил. И за тепање, и за ова, од боксер ова. Ти идеш кај Перо боксерот, Бог да го прости, таму тренира. Салата беше у ова речи го у стадионот Вардар, ама Вардар беше стадионот, тоа што да ти кажам. Трибините доле, у трибините прдекана, што? Да. Рукавици сите ги носиме истите. Пола бандаш има, пола некој се затепаш на гола руката, па отишла велицата. Ама имаше многу што сака, многу стварно сака. Од тој период и овој рече како се вика Блажо, разбираш, овој Блажо боксерот. Го знаеш? Не. У 40 како се викаше филм 48 или 49-та? Кој? Па филм имаше таму глуми Пемба из Ниша. Нова година твое чека. време па ти јаш. Абе циркус, многу добар дечко и тој го упознав исто со мајсторот мој. Многу му се Чичко Дубовски, Бог да го прости, он боксер исто ми помогна за првите турнири што ги направивме туку кикбокс, па со Љупчо на тренерот на како се презиваше нејтегно тренер му беше на Урко, учител. Правевме и такмичења тука, вадевме деца, ама тоа све така, знаеш, не е само македонска работа, него од завис од ова, од она не искачаат на прав пат тие работи, сваѓаш. Исто овој Ивица Джиткунду, и он ми е исто бивш ученик. Добро дете, да, джуджит. Не. Джуджитсу, да. Джиткунду. Стронг. И джиткунду. Ивица, да бе Ивица. Па вчера го се видов, не му викам, ајде нешто, викам, мајсторе да правиме нешто, ајде да викам. Да, се споштуваат и они многу. А како, што е со Па, него Ивица во врската? полиција мислам беше. Па беше у полиција. Си му бил на него? Па нема кој не вежбал кај мене, што да ти. Илјанници, овие Ако си обезбедување што сакал го сите. борилачки вештини, Ѓоре бил човекот. Ја на пример, ама не, Винчурот многу е како здрава вештина, не е овие другите што ги гледат што мафтаат со раце, тие кои числат на ринг губат одма. Не е тоа. И затоа за мене се најдобри системи бокс, тајландски бокс и овие со голи руки што тепа тирциве, тоа е, нема друго, ова гардот. Системот е сличен, гледам сега, пред некој време гледав и од Ирска има со стапови што вежбаат, не шовчарски стапови, тоа гледам слични техники како ние. Фактички се дека е исто, овчарот си овчар и стане мајстор на крај за кум. Ја едно знам за боречки вештини е дека учењето не престанува. Не. Кој са, не знам дали ден денес одиш по семинари или кој е тој рангирање, некој ваму постојат нели појаси, црни, жути, зелени, не знам како е у Винг Чун. Ама сега ти си одреден од едно од највисоките нивоа што може да се стекнат. Тоа е толку. Во Пурпурен појас носиш и тоа ти. Во каква форма сега продолжува учењето за тебе? Па сега... Средби со други или некако? Се дружам со сите, мерак ми од секоја да примам. И од ученик можеш да примиш знаење. Може нешто од него му се јавило му. Зашто се примаме од етерот, свеѓаш ни доаѓа знаење. Тоа не дека стои како библиотека, ти може да ти дојде и на сон. Ја, на пример, секоја добра мисла и тој што ме тренира, ако е добар, зашто да не го поштеш? Исто како на кросфит, кој мора да слушаш. Не можам ја сега, малце не слушам, ама добре да слушаш. Малце. И така и сега мене можда ми е како да кажам, најтешко затоа што нема више со кого да си направам муабет. Далеку ми е Австралија, имам желба сега па да отидам да го видам додека е жив. Пошто веќе мене ме вика пред 3-4 години синовите негови ме канеа таму за да помогам околу тренирањето. Ама ја тоаш ми се роди малиот, не можев да отидам и се случи ни малце го батали в тоа подучување. Значи од 2010 до сега немам подучено некој човек. А интернационално има ли наследници сега? Кој ќе биде после твојот учител? Па кој е тој што денес држи семинари? Како бизнис држа сите мајстори семинари кои кај ќе си го фати пазарот, и ти утре да сакаш можеш негде семинар да правиш. Тоа више сега како ти кажам, после кога ќе загине генералот, сите се наследници си кои си брка своја. Значи така ќе биде. Па распад на системот, како ти кажам, малте не се се изразам. Зашто неговите синови они се добри, ама има и подобри мајстори од нив. Они се млади, ја кога бев со нив у Шаолин, тој малиот се што е глава имаше 17 години. И
вежбав со него, викам дојде ти покажам нешто. И му покажам техника како треба да изгледа. И бидам снимено тоа, и он ми кажа, вика, татко ми рече дека треба од тебе да учиме, вика. Он му кажа што татко му него, он шеташе, он беше патувачки учител и не бил нон-стоп дома и они тренирале од некој асистент негов или ово. Он, знаеш, многу е тешко своето дете да го тренираш. Значи, да можела гуру да му бидеш на своје дете најтешко. Дури на Александар Македонски Аристотел му бил учител, не му бил татко му. Ти со татко ти ќе се скараш. Да. Ја ќе му свикам, малце он вика тачно. што ми се дере, сваѓаш више не. Мада ја успеав ке малиов да мајка му го брани малце, ама Друг тип на авторитет е не, учител. ама не, му свикам, ја кој ќе му се развикам и вика зашто му викаш, па војнички е да му свикаш, зашто у војска кој ти свика ти тогаш се будиш, иначе ајде. За да има допир со реалноста. Да, го вадиш од контакт, му прави стрес за да дојде у прав Така пат. да, светот не функционира И- на тенане. И грешиме сите, али мене ми ми беше многу убаво со него, ќе се сретнеме, размислуваме зашто ние многу со мене имам ситуација, ја енглески слаб, сега зборам сега подобро него тогаш, ама не знам да пишувам, комуникацијата ми било лошо. Он запнал со мене да збори, на телефон ми се јава едно. И беше у Кипар и ми вика ми спремаат да ме нападнат вика у Србија. Ќе дојдеш вика да со мене викам ја со тебе ако треба у гроб заедно, нема проблем. И сега знаеш, кузе што сум му кажал. Сега ќе ме разбира, па жена му се ќе дојде, викам, Цифу, викам, немам пари, викам, имам пари само за еден правец за воз. Немам, викам, толку е. Доаѓа, идам таму, овие од Србија не ме сака. 95-та година беше. Викам да се видам со мајсторот, не те пушта човече у хотелот да ми се викам ни назад ни напред сега. Таква омраза невижена човече. Дури имаше мои ученици што придоа кај нив и тие против мене. Ја викам не можам садам од деца, за нив највише тешко ми беше. 3 ноќи не сум спил, трошиш време поише него за својата фамилија, он ти врти грб. Тоа е за tego да биле триадите, ќе ти ишло другачие работа таму ова. И ајде отио таму и конко разбра дека ја му кажам тоа и тоа ми направи више подобро малце горе. И ги направи салата на семинарот, тој што беше од Австралија, дојде нивниот Габршек се вика мајсторот, го здрови, секој покажување вистински удар. Да крај толку безобразни погрдни работи да зборуваа за мене, уште малте не сме били у врска со Вилјам Чонг. До тука дојде таа работа. Да видиш какви безобразни работи. Ја не може да верувам што збор. И он ги зима пари таму и знае дека тој период бев у криза голема. 2000 марки у джеп ми ги бута. Так. 2000 марки тогаш, да, ми ги даде све парите што му ги дада. Затоа што дојдам му се закане дека ќе го убијат. Мислам нешто ќе му направи, што еднаш му направија у Минхен. Затоа тој 87 година не дојде. Да, зашто у тој свет има тие замки Ама во филмове? се ради бизнес, многу пари има у тоа. Некој и ден денеска Љубомора ли е Па, или ово е љубомора подобар од нас и го тргнеме па ние тоа ќе е страшна работа. пазарот. Тој значи Леон Тим го прави тоа преку еден Емин Бозотепе и сите зборате Емин Бозотепе. Емин Бозотепе е за греота за мене затоа што не изучи, него изучи Вингчун, он не знае Вингчун сега. А може да учи од него. Доаѓа Вилјам Чонг, ти го каниш, ја го канам и ја го И ти го викам местиш. ова, оно и го местам, го клис му правам и почнам да го гњавам доле. Пола сат го гњави доле, има снимка и новинарот пише Вилјам Чонг муњевито е устао после боро. Па викам, ја викам што ги тепам тие по 24 сата со кома, бе, што тоа ситуација. Го лупам 2 пати, човекот пред умирање. А овој као демек лакто, овој се блокира доле, ама знаеш, ружно изгледа што го бутнал више и се клиза на паркетот. И он после се станал. И затоа не дојде у Белград таа година. Ми разбираш што ти зборев. Му направија таква превара и тоа и ја го ќе опрашаат овие други мене незгодно ми го опраша. Вика на секој може да му се деси тоа. Не бил денот за тоа. А плюс устранство не смем да го што ќе му направам да го утепам, да го удрам нешто. Он усвари ни еднаш не проба да го удри. Еднаш само со нога со пета кој што беше легна со пета у грб го удри и ги раздвоја. Тоа беше само да го омаловажат, а си го викнал пред 200 души да ти држи семинар. А сите признаваат, од Ден Иносенто го знаете. Кој? Ден Иносенто. Не. Тој му е Иносенто му е ученик на Брусли. И ден денеска е жив и предава джит-кундо. Тој јавно изјавил што му кажал Брусли. Брусли кажал само поштом двајца вика за Вингчун. Јипман и Вилјам Чонг. Друг никој. Тие се легендите, и стварно легенда, и ден денеска, сите што се до него, сите го кажуваат, тоа ја бев, кој бев на гробот на Јипман у Хонг Конг, имаше еден старец,
сега не ми текне името, се такви некои имја чудни се, Чонг. и затоа ставаат наши имиња, на пример еден пријател што се вика Поло, иначе кој знае како му ева, нема да го запамтиш. И тие сите го поштува, постари од него, ама го поштува. За Винчунот знаат они како се движало учењето, како се тепале. Доли имало договорени борби горе на тераса се тепа кој ќе победи, офрли другиот од 7 спрат вече. Ајде. До такви работи тоа било. Кој ќе го бара? Он овој брат му што ми држеше прв семинар е 13-то дете. Се скараа за Винчунот крвно, не зборат. Србите направија што се Федерација во Србија направија дека јас сум прешол кај брат му, викам, и 2 години не ми збореше мајсторот. 2 години ми беше љут. И му пишувам писмо, викам, мајстор, јас сум одбрал со тебе, дучам, јас со него ништо, он беше на гости тука, му се заканија дека сакаат да го тепат. И јас затоа бев покрај него, и ој кнедли му, брат му е сојеше, вика, добро, вика, чиме така. Мене ој вака ми збореше, што зборат, каже, ој Џоре збора за тебе, он, ти не можеш да искомуницираш. А тој истиот, има ама тој истиот од Рума ме молел да го учам. И имав и писмено, тат брат ми не ми даде да полагам, те молам, ваков е тако, викам, нема проблем, кој ќе дојде, винам, дојди полагај. Ја ги оставам, знаеш како правеат? Не ти даде да се слика со него. Не ти дава да комуницира, знаеш, се обградува ради неговото незнање. Тие го си мајстор, отворен си за сите, човече. Они своето незнање го кријат позади такви работиш. Многу лошо, сега ти да не ми покажеш како да вежбам, мислам. Тоа, значи ти како учител, треба да бидеш многу искрен со учител. Ние обратно ни е нас мисијата, Да. а овие кај што треба да научи нека И Света денеска тврдам, не да него овие у Босна што ги извежбав и некои што ја ги учев, ги испрати на прав пат малце, ама нивното его па почне да ги мулја негде што на средина се не се доучени и почнуваат сами да се измислуваат некои работи, више не е Винчун тоа. свар. И требаше сега задниот пут беше гостинја, отидов да го видам синот на Вилјам, поштовање да направам како си што. Они го фаќаат под него контрола, натаму нааму го шетат и ја гледам дека тоа не е тоа. И викам, јас со вас не сакам да работам, и ги откачам. Мислам, не се скарав, ама викам, не, мојот пат не е тоа. Викам, вие терајте си по свој пат, ја неќам така. Стари, сега гледам Зоки нас како не учел. Он учел од него. Кај се школите. Ама нема, ти треба да бидеш искрен. Само искреноста победува. Можда лагата ќе сврти 10 пати околу планета, ама кој ќе дојде ова, речи го, тоа што е вистината ги крши коските. Тогаш готов си, што ќе кажеш после тоа? Да. Кој ќе кажат каков човек си, никако. Не е убаво. А вака си чист, си спиеш мирно и... Ствари, ти како што рече Ипман ми е мене кунг-фу дедо. Да, Да. Ово е кој татко... ти си ми мене ствари. Да. Да, прадедо. Да. Ама ако мора да учиш и од внукот. Круг. Нова технологија. Да. И Ќоре, да ти кажам право за кросфитот сум одушевен, само тоа зборам, жена ми Аманда вика, и она вежба поди, и ја убедувам да не, беф ја, они вежба едно време со Адријана. Не може, вика, слава со Тешко е, тешко. ќе те припремиме, ти треба да, ама не може да гризат они со јеш, не се. А јас сум, Ти она друга вика, глава има. ти си вика на Господ Белјата. Сакаш убаво ти. Да. Ја на пример со Давид, со поголемиот син, вежбам и се има една техника контакти со други, пак само му преш, пак се оте дробечка шака се вика или рака. И ја му правам пак, вика, што правиш, вика, трпи таму чути. Отоци цели руките. и пред да почнеме спомна за челична тупаница. Да. За нас, деца, што цела оваа приказна, јас сум мислел дека е само на филмови, а уствари е жива реалност. Не, Објасни ми што е челична тупаница, како па тоа Што ако имаш приказнава? желба да ја вежбаш, Тие техники со оризот. не е до техниката. што е целта, што ќе Целта постигнеш? е да имаш појака рака 3 до 4 пати, сори 4 до 5 пати појака од обична рака, да бидат коските појаки. На затоа што- тупаницата да, на тупаницата, на шаката, не зашто ти збориме за зашто- удар, или и за удар и за све, затоа што ти например кога блокираш нога, ја можам нога да ја зауставам со една рака, овака да ја зауставам, колку и да е јак удар. Можам да му ја повредам и ногата. Да не му текне никогаш више да удира со нога или со рака. Разбираш? тоа е резултатот. Например, кога шлапнам овака, унутра органите може да му ги растурам. Од Затоа што што е како се резултат вежба, тоа? како се вежба, многу е тешко. Имаш течност која
ти ја дава мајсторот. Мислам, не е течност, него ти дава билки, ги ставаш у вино, оцет и сега сразмерот има сразмер и Има рецепт. сумпар. Ставаш као оно што е за прскање за и не знам колку лажици речи го сол. Сега не да не ме фаќате Добро, кој е толкова нешто. запис. У таа трева која идеше како трева и како билки, имаше и бубашваби, имаше и ковчиња некои печурки, после више сега веќе умелена ситуација го праќа. Тоа го Добро. ставаш и тоа не се расипува ако чуваш у земјено нешто пластично, ако е у метално ќе го пробуши металното. Што е тоа? Зашто Па служи? тоа е течност која за 2 минути или минута ги лечи хематомите и ова речи го и отокот. Значи се пиео. Не се Се мачка. Не се- Се мачка. не се мачка. Тоа е Ја тенџере сваќам за дека- греано. Добро. И имаш перница пред тебе и уште 2 вреќи наполнети или со камења или со песок. Со песок обично е. Сега песокот кога го удираш, он станува као бетон, ќе се натапка и више као Добро. бетон. И ти удираш 20 минути со една рака, 20 минути со друга на почетокот. Како удираш? И- Вака или удираш? Вака. Ја коваш руката, као да ја коваш. На сите страни. Со тупаница немаш удари. Аха. Тоа напред имаш на страни овој дел, значи до тука. Ти уствари можеш све да јачаш, можеш и под коленицата да Океј. јачаш за тоа. Што е поентата? Ти удираш сат време, тоа по јако сум еднаш ги броев преку 1000 ударци удираш. За тој сат време и у тој сат време имаш 2 паузи. У тие 2 паузи, значи удираш утечност раката, после 20 минути. Удираш Аха. утечност раката, за да Те лечи тебе од- те лечи. Зашто ти ако останеш вака од наредниот ден не можеш да удираш. И стварно те лечи течноста. Тоа ти е за секунда ги нема отоците. Тебе знаеш, се земе на лажица и да се удираш вака ќе ти не се удире силно, ама удире сат време. Толкава ќе ти стане раката. И ти ова имаш течноста го хематоми. следува. И ја ми се случува додека вежбав да еден ученик што ми доеше на приватни часови автобуската знаеш у Пинтија кај си проаѓал сигурно. Да. А ја живеам негде више на кај Димче. И он вика, Сифу се слуша автобус како го удираш. И ја викам како ме трпат, комшија не смеа да зборат, ме гледаат. Ќе имат проблем. Са мном са бали у 5, удирам за да стигнам на работа у 7. Мора да го изудирам секој ден, нема прекин. Тоа трае со денови, 100 дена е минимум, ја преку 2-3 години го вежбам. Можеш колку Тоа е сакаш, можеш да го доказано. обновиш, повторно да го вежбаш. И јака, стварно јака раката. И течноста лечи све. После од незе се правиш и креми. Сега немам таква течност, иначе кишма може побрзо ќе пројдеш. Колку е тајна рецепта? Па не е ти ја кажува се што. Ти кажам ја ги Дали земав. може на Гого да му ја кажеме? Кој е тој Гого? Боксерот наш. Бернаков Не со вака пеперон. јавно. Ама Дали- не, таа не можеме да му ја кажеме, ќе само Не треба се течноста, да му ја набави. целава Тоа техника, може да му целиот обави- концепт. Јас сигурно. сум зборел со боксерите да, само ќе сигурно треба да тоа. си ја купи ова речи го хемија тоа Смесна. Океј, смесата. океј. Така тоа сакав да и прашам не е баш доколку ефтино, не е... знам сега колку ја да беше жив за 150 ќе му ја земе, сега може 600 ќе му побарат овакви евра. Ама со таа може 10 души да вежба, така да може да подела. Како и да, не мислев конкретно Може на да се набави, рецептата, мислам. иако Може, е може да се критична, ама набави, за целиот Ќе ја концепт средиме на... и ќе треба да Ја, вежба и ќе му биде многу појак удар. да. Ја имав после тоа не знаејќи со предрах имам една демонстрација, он мааше со нога, 2-3 блока му направив, не знаејќи дека прво пробување после нова вежбање, после гледам замотана нога, што тебе на ногата и ми отварат джигер ногата. У целата со хематоми Од ти што си се одбранил да. само. Да, мал ти му блокираш и се случило тоа што се случило. И помеснати се руките, по друга е руката кој ќе ја фатиш. Се гледа дека не е ковчеста како некој со пенкало што работи. Значи извежбане, гледаш каква е. Гледаш како е. Прстите Торе, гледа какви ми се. Јас сум фасциниран. Невозможна мисија е, дури и неблагодарна, нечие животно дејствување од 50 години да пробаме да го сумираме вака у саат Па два. малце, има и други Негде работи мора што да се пропуштите. прекинеме за жал. Осеќам дека у тебе има бесконечно неисцрпно знаење и мудрост и енергија. Се надевам некои наредни прилики. Како за крај некоја порака, ако имаш нешто на млади, на стари, нешто што би сакал да предадеш некоја Зашто некој изгледаш бисер, како што изгледаш? некој Па не, бисер на мудрост. Ја би сакал би беше и цел од секојаш да успеам
да влезе бар у основните школи, да изучуваат бар еднаш у неделата секој да го прави тоа како што прават у Кина. У Кина вежбаат многу се Да. више. Школите имаат час и сите се дадени у кунфу затоа што Јапонија како земја успеа преку каратето влезе во сите земји во светот. Она така се прошири, бизнис и све направи. И преку ова ќе има дружба, затоа што сите мои ученици сум ги научил да си помагаат. Ако еден е поуспешен да му помогне да живеат како браќа. Тоа ми била целта, да ги зближам луѓето и да ги научам да живеат здраво, затоа што ја додека вежбам ја знам мојот орган како функционира, дали сум Да. болен, дали не сум болен. Убаво. И ние истата порака пробуваме да ја делиме. Подкастов ви е супер, да ви кажам, ја го следам Затоа и стално. кој тебе те викаме луѓе за да си Па кажам. така е најдобро. Како И ја многу е. сте честни што викате од секакви бранши, не е, да речеме само за бајкери, за Бајки, тоа. кросет. Имаше, знаеш како списание Македонија направи тој, се Паве враќам да ти ве задржувам. Направи списание за боречки вештини многу добро. Ти? Не ја, него направил. еден Имало наше? Да, наше Джиткундо беа они од Питола, има тој Златко Неделко, си Бог да опрости, тој почина, ама тоа суетата ги уби. Ја му викам, Зоки бе, викам, списанието ти е топ. Немој да пише само мојот мајстор, вака така, не можеш тоа, ќе го исцрпеш и после ќе пишеш за све, и каратисти ќе викаш, и джудисти, и ќе правиш да биде интересно, да има приказни. Мене викам, еве, пошто ве тепав на турнирите, не ме сакате, ама и мене ќе ме викнеш да зборам за Винчон. Никогаш не се деси тоа. И изгасна тоа, тој жар изгасна и списанието. Беше многу убава корица имаше, тврдо, пак рече го, И за жал И- така е сега. за жал така пропадна. Затоа пробуваме ние, не. Да. Од различни бранши. Абе спомнај ти, имаш убави планови, може ќе се отвори па некој. Па не, ја курче, нема да може пак прекинам ќе сигурно, почнеш да додека действуваш мрдам некако. ја, не, ќе действувам сигурно. Да. Ја действувам со тоа што само ги слушам моите ученици, стално сум поканен, например Предраг има многу убав клуб, во парк се наоѓа во војната сала, таму има 3 пати неделно тренинг. Прекрасен учител е, сваѓаш. Мислам, секој што ќе ми се јави таму го, сега малце му е далеку, па имам уште едно кисела вода, па и таму и ги менјам. Кој каде да учи. Школите си постојат, има школи, само не успеавме 2017 да се договориме кога ги седнам моите, да речам, генерали и да им кажам дај некој не свати дека треба ние правно прво да ги решиме работите, за да влеземе у системот Да, да, помош од сојуз. агенцијата за спорт и да. млади. И тука се дали не можеа да издржат мојата сеќаш како едно дрво кое држи голема сенка, па не сака у сенката моја да живеат, не можеа да поднесат. Саш да мојата кажеш, денес нема федерации, нема такви Па, работи. Нема федерација, клубовите делуваат така како јога Јас. друштвата се сваѓаш, не е тоа, а беше моментот дури зашто не бевме дорегистрирани, не бараа од таму за да ја викам згаснете го, што ја имам печат од федерација регистрирана, ама таа не функционира, тоа е џабе ти е. Јасно. И мора да ја имаш да функционира, сега не знам кај вас како е, у кросфитот дали има нешто. на светско ниво си плаќаме. Да. Па веќе тоа е подобро. Светско тело Да. имаме. Па тоа е подобро. Централно идеш и готово, секој клуб си е засебно. Во Америка и се А- се А од овдека не знам колку клуба има и дали вие имате нешто заедничко со така е подобро. Да, Ти посебно си Оди. функционираш, секој си се такмичи посебно и нема ти нема, внатрешни глупости. можда добра идеја ми даде, сваѓаш, ама дали ќе послушаат наследниците на Вилјам, зашто не сум ги седнал да разговарам со нив. Овие ги кријат, ја не можам да ти, ама да го викнам тука да држи семинар, сите мои мајстори вика што ќе учиме од него кога кај нас и тој што е со пониско звање, знае ти многу си ме не научил си, не си требал вика Аха. толку да не научи. А имав и уште една приказна, имав еден ученик денеска живее у Сиднеј, отиде за Винчунот да го изучува таму, потегнат од тоа, не знам дали 90 или 87 година замина, и отиде прво у Нов Зеланд. Од Нов Зеланд за Австралија у Мелбурн да иде у академијата на Вилјам Чун. И отиде таму Вилјам, ја му кажа, викам Вилјам патуе, викам не е таму. И имаш еден Дана Вонг се вика, а овој мојот ученик имаше 4-ти ранг, а Дана Вонг е мајстор со 5-ти ранг, сваѓаш. И почнале да работат и овој мојот го збркал малце да го тепа. И почнале австралијанци, ајде Роко, да плоза му дава да навива за него, не за овој. И после тоа не сакаше да ме тренира, вика тој. И ми напишал у писмо,
И замисли, на првиот пат не сум го прочитал, зашто писмото било свиткано и по скриптумот не сум го прочитал. Ај викам уште еднаш, пошто мерак, ми немаш контакт. Ај уште го отворам тоа, Сифу право беше, овде нема кунфу само кај нас во Македонија. Ајде. Ама ние вежам ни, ја имаш една ситуација, доаѓа Вилјам кај мене, часови ми држи позади куќа, знаеш, куќата така беше, имав еден канал ископано, колку брег ми е бараката, ископано, не доциментирано, така и едно место имав со везени пиперки, со овие речи ги кромите обезени, он ми држи час тука. И овие ме вика се, што ќе си помисли? Па викам, тој у каква улица живеел таму? Исто, Да. мало. И он се вратил во Стварно. времето. Шо му било гајле? Не, никогаш не направил разлика од побогати ова. И една ситуација за Грција ќе ја кажам. Идем у Грција првиот пат. И он не пречекува на скали, Џоре, немој вика да зборите за национал, овие се националисти големи. Идем у кафана после тоа да јадеме и на Димитри му вика на тој колегата Дека? мој, А, не. вика, Аристотел што бил? Ја вика, мој посла, белјата посла, вика. Вика, па, вика, познат грчки филозоф. Не, вика. Он бил во земљанин. Ајде. И јас сега го гледам вака. Тој вика му дал технологија на Александар за да може да победи се. Викам, гледај го и се како го шиба. Вика, ово, јас а ги знае работите како се сваѓа, што не знае вистината. На тој мојот ученик во Австралија му вика, еве еден од вашите, а тој ирец. Затоа што од тука се натаму наму, све знае, овој светски човек, све знае. Абе смеш. Имаше 300 анегдоти. Па имав една ситуација у казино со пукање, таа ватрено крштење, дојде човек да ме утепа. Леле, бата. И ја се одбранувам од тоа, човек у кома 24 сата, а у тој период и Вилјам беше у хотелот, сваѓаш? Ама ја не му кажам, знам дека ќе биде белја, пошто тие не ги знаете бандити сега да не ви ги зборам. Им ги тепав на едно место и се они да ми вратат. И ја го праќам него хотел да спие и остану у Континентал. Овој доаѓа човече, репетирам пиштолот на другар ми, ќе ти киселам цреват. Ја го средувам пошто го дојде кај мене, му зема ве се изненади што му се случи. И после тоа на Вилја му кажа вака и вака. Зашто вика не се го убил? А викам Зашто како ќе лежам затвор? Викам, не, викам, ова не е како кај вас, бе. Викам, кај вас само одбрана овдека, а имав ситуација од 3 до 10 години. Тој фатил пријатели, а не ги разбирам поштен човек. Фатил пријатели и вика, ти си крив, и пиштол со окрие све и рекол, знаеш како беше, чуд да се спаси, фати после неа пријатели, па 10 години застара делот, иначе 10 години се го затвора ме става. Од што си се бранел? Па јас сум се бранал, ама сум прекорачил. На Ај. 3-4 месеца скршена вилицата, Леле. трајни последици, 24 сата у кома. Тоа ти е. Како Али бе? тоа е доказ дека Оф, леле. викчунот функционира. Ја затоа викам, моите ученици може немале толку крште, ја пошто сум блегол таква работа со некој сум работа за ова, за она сум подучувал. И знаеш кој си на врата, тоа ти е. Ватрено крштење. Оф, леле, како што реков, не прекинува фасцинантноста. делува винчунот. Значи А тоа функционира, лично пробано е се 45 сомневам. години, не можам кој ќе ми каже некој не ми функционира ринг, ти не го познаваш. Затоа не ти функционира. Ти ако си достоен, вика бе знаеш кај си кроше, па има тука све, имаш директ, имаш кроше, прилагоди го за правилникот на такмичење. Ти се например кој ќе на крос, не може сите вежби да ги правам. На Така е. такмичење ти бара тоа и тоа, изработи го и чао пријатно. Така е. Тоа ти е. Така е. Фала ти уште еднаш најмногу, Жаре Баш и ми. тебе, фала ти што носиш фасцинантни гости. Ние сепак мора да прекинеме, за жал, стварно, ама фала ти најмногу уште еднаш и дефинитивно ќе продолжиме преказнава. Ја би сакал, ми беше многу пријатно да ви кажам право. Фала. Сифу. Изненаден сум. Тоа е тоа, дечки. Само Тоа е тоа. по Жаре ќе ти пратам една книга и за тебе. а И не да, обавезно. Една да ни стои тука за секојаш. Да. Сакаш така, може така? Не веќе пратам уште неколку. Не, поделени. ќе прати уште една, ќе си ставиме. Оке, дека стварно Затоа ова што мора да го прочитам. Има многу уште работи што треба да се кажат и цел. Ја мислев дека многу малце време се, кој знае колку сме се задржали, не знам колку. треба. 1-2 сата. 2 сати. Ми пројдо како 10 Два минути, многу сата, интересно да. беше, Одлично. многу добри деца се. Обично е така, да. Фала, Ѓоре. Фала ти многу. Задоволен сум. Па Жаре се гледаме од Зему понеделник. понеделник. Таман ќе излезе. Држи се. Готов си. Поздрав, дечки, Поздрав, до дечки, наредна чао. рала. Чао, чао.